Да, во студиото на Телевизија 24 ќе разговараме вечерва за овие изминати 2 години, но и за она што не очекува во наредниот период. Господине Заев, ќе почнеме со вас и со она што веројатно најмногу ги интересира граѓаните, откако летвичката за ЕУ преговорите се подигна на високо ниво. Што очекувате од средбата со Ангела Меркел во четврток? Добро. Канцеларката Меркел, Германија, но и сите земји, вкупно 28 членки на Европскиот сојуз или Европската унија, се конечно унисони позитивни за Република Северна Македонија. 100% се потврдени нашите перформанси во делот на реформите или оние критериуми кои што ни беа зададени, но секако и блескавоста на Преспанскиот договор, претходно договорот со Бугарија, едно општество за сите, се конечна верификација дека ние исполнивме се. Суштината е кога исполнивме се и ветивме дека исполниме се, Европската унија тоа што го вети треба да го исполни. Секако заради регионални аспекти ги знаеме сите. Албанија, Косово, Белград, прашањата отворени, веројатно се дел од констелациите на градење на политики во делот на Европската унија, каде што Германија е лидерот заради својата многобројност и партиципативност натре, веднаш после тоа е Франција, но и многу други важни земји. Но истовремено близината на европските избори, односно изборите за Европскиот парламент, извештајот оваа година прв пат се емитираше крајот на мај, 29 мај излезе, обично излегуваше во април. Сето тоа ја доведуваат во неизвестност на конечната одлука која што очекуваме за добивање на датум за преговори. Веројатно од состанокот со канцеларката Меркел ќе имаме подетални информации. Јас сум убеден дека ќе биде најмалку верификувано сето тоа што ни е направено и дека ќе имаме јасно, прецизно определување кога ќе одобиеме датумот за преговорите. Мене ми е јасно дека јуни не е толку известна можност, заради тоа што Бундестагот немаше време кога да го усвои извештајот на Европската унија на седницата од 3 до 6 јуни само која што траеше, но имаме можности за јули. Верувам дека детално ќе ги знаеме сите работи, веднаш ќе исподелиме со граѓаните. Од тука, она што можам да го испорачам како моје очекување е дека мотивацијата или тоа што Хан го кажа power of attraction на Европската унија према земјите кандидати ќе обстои. Затоа што тоа е водилката на нашиот народ, на институциите, на владата, на парламентот, на сите. Верувам дека овие две стратешки цели ние ќе ги исполниме оваа година. Тоа е конечно членство во НАТО и конечно добивање датум за почеток на преговорите. 15 години направивме како го чекаме овој датум за почеток на преговорите. Заслуживме како никогаш досега. Блескаме во регионот, во Европа, во светот, сите не користат како одличен пример. Верувам дека на крајот ќе добиеме конкретна верификација и од канцеларката Меркел, но пред се за нас е исто така многу важно од Европскиот совет. Но истото ова во друга форма го кажавте и лани, веднаш после Преспанскиот договор, кога практично го објавивте датумот за преговори во јуни оваа година. Нели чувствувате дека на некој начин се чувствувате изиграно од истата Европа со која што целиот овој период работевте на работите кои што на меѓународен план Македонија ја крена на лестичка погоре? Не би избрзувал за изневерено или разочарано или слично. Знаете, животот не е фер, животот е борба и ќе се бориме. Јас верувам за себе дека сум борец, како прво извршната власт, и ќе се бориме, посебно кога ги имам сите орудија и аргументи позади мене. Дел од тие аргументи учествуваше и опозицијата со консензуалното гласње во парламентот, дебатите, разговорите, диалогот и слично на институциите сработија, ги постигнавме критериумите и достигнавме до ниво кога напредокот на нашата земја ќе се движи низ поглавјата. Дел од она кое што е врзано и во Преспанскиот договор е отварање на поглавјата заради реализација на Преспанскиот договор. Ние сме главниот мотивирачки фактор на решавање на други спорови и во регионот, па и насекаде по Европа. Зошто најнаш овој скептицизам кон реформите во Македонија од страна на ЕУ? Нема скептицизам за реформите. Извештајот е блескав. Потврден е комплетно. Никој не ги става под знак прашање реформите. Да, но ние и друг пат сме добивале добри извештаи, па датумот за преговори не сме го добивале. Тогаш велевме дека тоа е поради проблемот со Грција. Сега тој проблем е надминат и повторно датумот е многу неизвестен. Рековме заради кои причини е неизвестен. Не е заради нас. Не е заради нашата земја. Секако регионалните констелации за мене се најважни. Диалогот Приштина-Белград, Албанија, затоа што и таа е со позитивна препорака, јасно разграничена од нас,
затоа што 2018 година добивме проектиран датум, тоа е јуни 2019 година, за да отпочне, еве го јуни тече, и од тие причини се јавуваат дебатите кога, што, како ќе е датумот, кога ќе се верифицира или слично. Мислите дека поради Албанија можеме да извисиме оваа година? Јас верувам дека Европската унија ќе опстои на своето ветување. Не, зошто не би ги Која одделила земја како ги Македонија и испорача? Албанија Европската унија? Во извештајот е јасно разграничено. Европа до сега, заклучно со извештајот, прави јасна дистинкција за нашите перформанси, за перформансите на Албанија, како две земји кандидатки кои што чекат датум за преговори. Европскиот совет и ГАК, тоа е Министерскиот совет, го имаат буквално на повидок сето тоа што е за нас посебно, сето тоа што е за Албанија посебно. Јас верувам дека Европската унија ќе си продолжи по мерит системот. Односно, за секоја земја поединечно како испорачала, што заслужила, тоа и да добие. Албанија е наш голем пријател. Јас сакам двете земји да одат заедно, затоа што ќе се помагаме во делот на преговорите, искуства ќе разменуваме, нема да правиме исти грешки една земја ако направила другата да не ги прави. Сето тоа е добро. Но мојата, нашата земја, 14 години чекаше заради спорот со Грција. 14 години немаше вакви перформанси какви што има сега. Нема да дозволиме секако и заради тоа легитимно да се бориме. Ние сме пред се представници на овој наш народ и на нашата земја, за самиот крај да го добиеме тоа што е ветено од Европската унија преку Европскиот совет со последниот извештај од 2018 година. Проблемот можеби се ова што можеби најголемата шлаканица, барем граѓаните така ја доживуваат, ја добиваме од Берлин. Се сретнавте 4 пати во изминатите 2 години со Меркел и каде настанува крушлусот? Дали ова можеби порака до владата на Зоран Заев дека има некаков проблем? Апсолутно не. Канцеларката Меркел е прво пријател на граѓаните на Република Северна Македонија и нашата земја. И тука нема дилеми. Таа е еден од двигателите, моторните сили кои што движат напред и во Европската унија и во поглед на проширувањето. Многу земји не поддржуваат и тоа е супер. Сега во овој случај сите земји не поддржуваат и слично. Но, кога од регионот стигат и одредени слабости, опозицијата не учествува во парламентот на Албанија, не учествува во локалните избори. Истовремено се испраќаат пораки за некакво отварање на граници меѓу Косово и Албанија. Истовремено во тој дел се обидуваат лидерите, пред се Меркел и Макрон, да ги седнат на маса. Лидерите од Белград и од Приштина. Овие се констелации кои што влијаат на севкупните одлуки и за мене е многу логично и прифатливо луѓе кои што се лидери на Европската унија да земат своја одговорност и да помогнат во диалогот, да се реши и следното прашање, тоа е косовското прашање, заради тоа што после тоа останува прашањето од Босна и Херцеговина. Во едни вакви околности, јас сум убеден дека со силата на сите наши аргументи, кои што ги создадовме овие 12 месеци позади нас, тоа е нашата најголема сила да ги добиеме и конечните очекувани одлуки. Така да нема дилема, што ако Македонија не добие датум за преговори, најавивте можност за предвремени избори. Стоите ли на тоа се уште? Значи јас ги кажав сите опции, да веројатно предвремените избори е најтака што боди уши. Затоа што Европската унија треба да знае дека треба да испорача тогаш кога некој заслужува да испорача. Ние сме сепак партнери. Ова не го правиме само заради Северна Македонија, ова го правиме заради Европската унија. Европската унија досега докажала дека може да ги прави внатрешните реформи и да го држи процесот мотивирачки кон проширувањето. И тоа треба да продолжи. И нема дилеми дека мора да продолжи. Во едни такви околности, јас само ќе кажам дека ние имаме целосно право да се бориме за тоа што ни е заслужено. И ќе се избориме. Јас сум убеден дека ќе добиеме датум за преговори, но сакам тоа да биде колку што е можно порано. Мојата желба, а и желбата на нашите граѓани, вклучително и на вас, на новинарите, на сите граѓани, ова лето да добиеме. Јас разбирам зошто ако не биде јуни, но не можем да разберам зошто не јули. Веројатно ќе добијам одговори која ќе биде и како ќе биде со целата ова работа, но она кое што ми е јасно, ова година ние имаме датум за преговори, дај Боже да биде порано, заради тоа што треба да продолжиме да работиме. Ако биде јуни или јули, тогаш очекувањата се исполнети. Ако биде тоа есента, тогаш треба да кажат зошто есента. Граѓаните треба да знаат детално. Вие сега не можете да знаете дали ќе биде есента, бидејќи до есента може да се појават и други пречки на патот кон ЕУ, изборите во Грција се на прак и никој не може да предвиди како таму би се одвивале работите. Претпоставувам, затоа е брзањето, меѓу другото, да биде ова во јуни или во јули. Затоа ја прашувам, што ако не биде во јуни или во јули? Дали ќе одите на предвремени парламентарни избори? Предвремени парламентарни избори се една од опциите. Враќање на мандат се друга опцијата. Добивање на нов мандат се трета опција. Добивање на сосема
четврта личност, мандат за формира влада е пета опција, така да реконструкцијата на владата останува како опција. Сите опции се во зависност од тоа како Европската унија ќе испорача. Јас не се плашам од Грција, не се плашам заради тоа што договорот е бенефит и придобивка за двете земји и за граѓаните на двете земји. И немам дилема, граѓаните на Грција ќе се одлучат во кој правец ќе се движи нивната земја, на кои политичари и политики ќе им дадат предност. Јас сакам, ако нешто можеме денеска да го завршиме, не треба тоа да го ставиме за утре. Свесен сум дека во октомври ќе се дискутира Брекзит во Европски совет. Свесен сум во октомври дека ќе се дискутира multi-annual budget. Тоа се 7 годишните буџети на Европската унија. Во крајот на октомври доаѓа новата Европска комисија. 1 ноември е датумот кога буквално на столчето на Фредерика ќе седне некој друг, Могерини, на столчето на комесарот Хан ќе седне некој друг. Затоа барам тоа што денеска треба да се реши, денеска да се реши, да не се остава за утре. Значи, ако го вратите евентуално мандатот после евентуалното недобивање датум во јуни или во јули, постои опција повторно да бидете нов мандатар или некој друг да ја формира владата со СДСМ на чело? Или да одиме на избори, или да продолжам со реконструкцијата на владата. Се во зависност од тоа кои ќе бидат одговорите. Ако Европската унија каже не сте заслужиле и вашата слабост е таа и таа, тогаш дел од опциите знаеме кај водат. На избори, враќање на мандата и слично. Ако Европската унија каже комплетна е заслугата завршена, сите верификуваме и потврдуваме. Но, заради вакви прашања на Европската унија внатре, кажуваме дека ќе биде јуни, ќе биде јули, ќе биде септември, ќе биде октомври, тогаш се други околностите. Тоа го разбират веројатно сите, но наше е да ги изградиме сите можни стратегии како држава, да направиме се што може, тоа што може да се заврши сега, да се заврши сега, да не се остава за после неколку месеци. Што ќе кажете на Меркел? Со кои зборови ќе се обратите? Испорачавме, должно се да испорачате. Не само Германија, се разбира, земјите членки преку Европскиот совет. Ако не се испорача, не очекувајте да мотивирате Вучич или Хашим Тачи да барат да барат договор, затоа што немат мотивација. Ако не испорачат према Република Северна Македонија, може да го отворат секако патот за поголемо влијание на трети земји и трети страни. Ако не испорачат, ќе ги демотивират реформските процеси кои ќе се почнати, економските придобивки кои што растат во нашата земја. Ако не испорачат, дефинитивно знаат и самите дека може да го вратат национализмот, радикализмот, популизмот, кој што не носи прогрес. Така да многу прашања се отвараат ако Европската унија не испорача. Тоа е самата причина зашто верувам дека ќе испорача. Дај Боже да биде тоа месец порано, тоа е подобро за нас. Добро, благодарам за сега. Рената Десковска, министер за правда. Во изминатиот период се преговараше за судбината на специјалното јавно обвинителство и според сегашните најави тоа е пред некакво решение. Тоа беше исто така еден од условите за добивање позитивен извештај на Европската унија, сепак и без договор за СЈО, извештајот е позитивен, само го немаме датумот. Како стојат сега работите на тој план со СЈО? Значи, целокупните напори кои што ги правевме во рамките на Министерството за правда, јас сум задоволна бидејќи се позитивно оценети во извештајот. Се она што направивме не можеше да биде ставено во сенка на СЈО заради тоа што навистина ќе бевме на некој начин подценети за она што го правевме. Јас сум срекна кога направивме сумирање на она што го имаме во извештајот за напредокот, во Министерството извадија 47 позитивни заклучоци баш во областа во која што работи Министерството за правда и тоа е за нас големо признание. Така што мислам дека Европската унија направи добро што нотира дека има волја, спремен е закон, но не е донесен, се уште и дека сме на вистинскиот пат кон решавање на прашањето за СЈО. Сите знаете дека законот е двотретински, дека не е закон кој што се носи само со владеачкото мнозинство, туку потребни се гласови пошироко во рамките на парламентот. Ние успеавме во изминатиот период за многу други закони да го обезбедиме тоа двотретинско мнозинство и тоа на начин кој што
буквално значеше имплементација на сите препораки од Венецијанската комисија и сите препораки од Европската комисија. И не отстапивме. Значи, не ни беше лесно и кога го сменивме законот за судови, не ни беше лесно кога го носевме законот за судски совет, инсистиравме да ги носиме дури и тие закони што не се двотретински со едно заедничко мнозинство. Јас уште во моментот кога влегов во Министерството, кажав јавно дека најголемиот предизвик ќе биде всушност носењето на законот за јавно обвинителство, имајќи во предвид кои се личните интереси на многу актери кои што треба да го гласаат или да го поддржат тој закон. И тоа се виде во целиот преговарачки процес. Среќна сум што и премиерот застана зад мене и целата влада во решенијата кои што сметав дека се добри и кои што се ставени во законот, и ние како владеачко мнозинство го пуштивме законот во собрание. Сега тука се обидуваме да го направиме мнозинството од 2/3. Имаме сериозни пречки за одредени прашања. Јавноста мислам дека е прилично запозната, дека тоа се клучни прашања, но исто така не отстапуваме ние и немаме простор за отстапување за одредени прашања. Проблем е во персоналниот состав на идното СЕО? Не разговараме. Значи, јас, кога разговараме во рамките на работната група, ние разговараме на едно принципиелно ниво, разговараме на ниво на законски решенија. Во законот не се спомнува буквално никаков персонален состав, разговараме за тоа кои би биле критериуми, што ќе значи иднината на специјалното јавно обвинителство, што ќе значи судбината на постапките кои што се почнат, и тие се клучните прашања. Дали специјалното јавно обвинителство како орган кој што давал резултати во минатото, кој што е посочен во позитивно светло во рамките на овој извештај, треба да му дадеме иднина како на орган кој што ќе гони сериозна корупција, сегашна и идна. Значи, премиерот Заев се чинам имаше изјава во која што рече дека за ВМРО ДПМН е неприфатливо Катица Јанева да биде начело на специјалното јавно обвинителство, и тоа не е предмет на преговорите што вие можеби ги водите, но во некои партиски групи да. Што вие мислите за Катица Јанева? Не е во моментот предмет на разгледување воопшто во законот. Значи, ниту јас, ниту премиерот, нити владата може и ќе има влијание врз изборот на јавниот обвинител. Согласно понуденото законско решение, ние предлагаме дека специјалниот јавен обвинител, како и другите јавни обвинители, ќе се избираат од страна на Советот за јавни обвинители со двотретинско мнозинство. Така што тука и да сакаме немаме можност да влијаеме на тој процес на избор. И воопшто не разговараме. Имавте изјава во која што рековте дека Катица Јанева апсолутно заслужува да остане на тоа место со целиот бекграунд што до тогаш го покажала. Тоа беше на таа последна средба лидерска, помеѓу лидерот на СДСМ, тоест јас и господинот Мицковски, излезе со изјава дека Катица Јанева за него е неприфатливо решение. Јас дадов коментар дека прво Катица Јанева го водеше специјалното јавно обвинителство и редот е да продолжи да го води тоа специјално јавно обвинителство. Тоа зборува за сите нас какви сме во општеството, иако не е дел на законот во кој што се разговара. Тогаш го дадов својот коментар. Веројатно тоа е прашање кое што треба се реши на политичко ниво околу утврдувањето на изборот за обвинител за висока корупција, или тоа специјалното јавно обвинителство, и државниот јавен обвинител, кои што се како отворени прашања, но законот дефинитивно разработува досега само принципиелни решенија. Тоа значи, се знае, Советот на јавни обвинители бира кои се постапките, критериумите, како што се досега транспарентни, јасни, за сите треба да важат. Верувам, ако се изнајде решение за сите овие детали во самиот закон, ќе има и лидерска средба, пак проговориме и за овие прашања. Но законот треба да го донесеме. Затоа што законот пред се и треба на државата, законот е сериозно охрабрување и институционална поставеност на севкупниот јавно-обвинителски систем во Република Северна Македонија, и час поскоро, ако го донесеме, час поскоро ќе почне со неговата имплементација. Дескоска исто камен на сопнување беше и тоа дали ќе продолжат да важат истрагите започнати после рокот. Практично тоа е вистинскиот камен на сопнување цело време во законот. Основниот проблем е со постапките кои што ги има почнато специјалното јавно обвинителство по рокот од 18 месеци. Значи, ние не смееме да си дозволиме ситуација во која што ставајќи било какви рокови или ставајќи законски норми во новиот закон со кои што ќе воведеме амнестија на одредени криминални дејанија кои што биле случајни, за кои што се почнати судски постапки. И кога разговараме аргументот најчесто на
спротивната страна или на опозицијата е дека тие обвиненија биле почнати од страна на неовластен тужител. Значи, често пати во ситуацијата или обвинител, често пати во пракса се случува едно обвинителство да почне неовластено да гони. Значи, имате ситуација кога обвинителство во Велес почнува постапка, во текот на постапката ви се утврди дека надлежно е обвинителството во Битола. И тогаш постапката се предава. Постапката не запира. И ако нивното тврдење е дека е обвинителството во моментот СЈО неовластено, наспроти нашето кое што вели дека е овластено, ние затоа и дадовме еден предлог кој што вели дека да видиме, да дадеме можност јавниот обвинител на нашата држава да трансферира, да оцени кој е надлежниот за конкретни обвиненија кои што се покренати и да ги трансферира на надлежниот за тие да продолжат. Барањето на опозицијата е дека тие постапки треба да запрат, сите докази да бидат уништени и никогаш да не продолжат. Тоа е нешто што реално не може да биде прифатено, затоа што Јас се извинувам, Мицковски во ова студио изјави дека тоа нема да биде проблем доколку обвинителот одлучи дека тие постапки можат да продолжат да важат, базирани и на претходните докази. Значи, во текот на разговорите ние немаме од нив позитивност или согласност за нешто што реално ќе значи зачувување на доказите и продолжување на судските постапки. Нивното инсистирање во текот на разговорите кои што ги водиме за законот да се стави формулација која што ќе значи прекинување. Значи, декларативно изразени ставови и кога ќе пробате да ги ставите во правна норма, често пати ѓаволот ви е во деталите. Некогаш и еден збор утре ден може да значи амнестија. Значи, ние сме предпазливи, не сакаме декларативно, може било кој да каже што сака, но кога ќе се формулира во правна норма, не смееме да дозволиме таа да има замка и да значи амнестија за било кој случај. Смееме да дозволиме политичарите, макар преку преговори во законско решение, да утврдуваат каква е еднината на одредени истраги или предистраги, што и да се. За тоа се обвинители, на крајот постојат суди, тоа е системот во секоја демократска земја. Може би сите предмети ќе Да, за истото се залагаше и Мицковски според неговите зборови. Не е така. Евако е така, веднаш нека излезат, нека кажат. Не е така, тука е проблемот. Значи, не може Заев, Мицковски, Рената, не знам, Тони Менкиновски, било кој. Да утврдуваме што е тоа дозволена истрага, што е тоа издржана истрага, што тоа не е. Кој тоа сме ние? Ние сме предлагачи на правни формулации кои што парламентот ги носи во форма на законски решенија. Постапуваат институциите. Никој не знае кој тоа обвинител ќе добие предмет и што ќе одлучи. Тоа е негова работа, негово право и негова одговорност, ама не на нас политичарите. Ако се најде решение, а не го предлагам, то ставиме на обвинителството. Тие ќе одлучат како е. Ако Мицковски го кажал тоа јавно, а јас го видов изјавата дадена токму тука на 24 вести, тогаш треба да се застане за тоа и правно формално да го потврдат во законските решенија. Да оставиме да навистина правниот систем утврдува што е еднината, а не политичкиот систем на државата. Добро. Деска ќе се навратим уште малку на реформите во правосудството, но претходно да го прашам би сакал министерот Оливер Спасовски во однос на ветингот во полицијата. Тоа прашање ќе следува, претпоставувам, и за судиите. Се најавува многу долго време, а практично ништо не се случи. Зошто? Ветингот во полицијата, меѓутоа и во другите институции на системот е повеќе од потребен. Тој не се најавува многу долго време. Неколку месеци работиме на концептот за тоа како треба да се спроведе ветинг во полицијата. И тоа пред се врз основа на анализа која што е направена за состојбите кои што се внатре во Министерството за внатрешни работи. А тие состојби не се поразлични и во другите институции. Впрочем, ако гледате како функционира системот, случувајќи го тука и правосудството, јавното обвинителство и другите државни органи. Да, полицијата и правосудството се два, можеби, клучни ресори, поради кои што Македонија со години наназад беше оценета со крајно негативни оценки во речиси сите извештаи, дури беше оценета и како режим во одреден сегмент, токму поради функционирањето на полицијата и судството, а 2 години потоа сега вие ми тврдите дека тоа не се најавува долго време, иако ние имавме најави тука и од премиерот сегашен, тогаш во опозиција, за генерален реизбор, претпоставувам и од министерката за правда за тоа што треба да се случува во судскиот систем, ги гледаме истите суди, истите полицајци, функционирањето на системот
е доведено во проблем. Тоа е оно што го чувствуваат граѓаните, секојдневно се соочуваме со нив и ова се прашања што произлегуваат од таму. Мене затоа ме интересира зошто се изгубија 2 години за да се направи еден детален скен на она со што располагате во Министерството за внатрешни работи. Не, видете, погрешна е констатацијата дека се изгубени 2 години. И ние не може да се водиме на ниво на тоа што се зборува во јавноста и што се посакува да се случи. Знаете, генерално, ако следиме за тоа што се посакува да се случи, веројатно, ако ги прашате 90% од граѓаните би рекле сите што се во полиција треба да се одат дома. И тоа дали е тоа исправно, дали е фер и така натаму. Значи, затоа реков, ветингот во полицијата не се најавува долго време. Вие можете да видите точно да ги определите временските рокови во кои што ние сме го најавиле тој концепт и за многу кратко време ќе се одржи конференцијата на која што ќе се разговара генерално околу ветингот со нудење на законско решение кој што треба да се спроведе во рамките на Министерство за внатрешни работи. Затоа реков дека е кратко или долго време е апсолутно ирелевантно. Не, вие говорите зошто за не е направен. Знаете, вие говорите за период од 2 години. Јас ви кажувам дека не е 2 години. И мора да разговараме на ниво на факти и на аргументи. Сега ние можеме да кажуваме зошто ова не е направено. Да, 2 години сме на власт. И затоа во тие 2 години не може да влезете без да направите анализа за тоа како ќе го спроведете ветингот и што треба да се направи во еден сегмент. Вие знаете дека направивме низа на реформски процеси кои што се однесуваат пред се на Министерството за внатрешни работи. Исто како што се направи и во другите сектори, во правосудство и така натаму. И тоа се потврдува и во извештајот. Нашата клучна цел која беше? Превземањето на власта да започнеме реформски процес кој што ќе го демонтира системот кој што значеше постојана политичка криза во Македонија, а тоа е системот на следење на комуникации. Таа реформа комплетно е завршена и во 1 ноември 2018 година започна да функционира новиот систем за следење на комуникации. Следната беше реформата во делот на безбедносните служби. И таа реформа е завршена, донесени сите законски решенија, еве денеска се избра и новиот директор на Агенцијата за национална безбедност. Значи, вториот дел од таа реформа на безбедносните служби е завршен, иако тука можеме да говориме за реформи и во делот на борбата против организираниот криминал и корупцијата, справувањето со миграцијата и трговијата со луѓе, финансиските истраги и конфискацијата на имот, зајакнување на капацитетите на внатрешна контрола и интегритетот на полициските службеници. Колку полицајци до сега осуди внатрешната контрола кога сте вие министер? Знаете, полиција не суди, ниту внатрешна контрола суди. Тоа го прават судовите. Инаку, ако го гледате бројките, ако ги гледате на тоа колку постапки се поведени и колку мерки се изречени дисциплински, таа е за 3 пати најмалку зголемена во однос на минатиот период. Тоа е еден сегмент. Посебно посветивме внимание на јакнењето на оделението за интегритет во рамките на внатрешната контрола. Инаку бројката на луѓе кои што добиле отказ од Министерството за внатрешни работи сигурно е околу 100. Тоа се луѓе кои што имале сериозни повреди на работната дисциплина, луѓе кои што правеле и проблеми во минатото, луѓе кои што нанеле и зло и така натаму и така натаму. Сето тоа е процес кој што трае и процес кој што ќе биде во континуитет. Впрочем, воведувањето на надворешниот механизам на контрола на полицијата е додадена вредност на она што ние го посакувавме во демократизацијата на институциите. Вие знаете дека едно од клучните прашања беше и за тоа кој може да ја контролира полицијата вон од системот кој што е воспоставен, внатрешен систем кој што знае да биде и нетранспарентен, кој што знае да биде и селективен и така натаму. Ветингот за многу скоро време ќе биде понудено законското решение, значи во наредните можеби месец дена пред собранието го носиме и започнуваме со целиот. На кој начин ќе бидат скенирани или ставени во пред рентген, да речеме, полицајците и сите учесници во полицискиот систем, за да може да се види кои на кој начин се огрешиле од својата работа? Концепт кој што ќе се заснова пред се на три столба, а тоа е прво, значи, вработувањето и кариерата на секој политички службеник, образование и така натаму. Второ, имотната состојба на политичките службеници. И трето, интегритетот и професионалноста во извршувањето на работните задачи. Тоа се трите столба кои што ќе бидат разработени, за кои што ќе мора секој од политичките службеници да достави изјава
во однос на сите овие сегменти кои што ние ги напоменавме. Затоа што, знаете, за многу од случаите во кои што полициски службеници беа откриени со фалсификувани дипломи, учесници во криминални действија, кои што се однесувале непрофесионално во своето работење, и на крајот на криштата полициски службеници кои што се бизнисмени. Јас еднаш говорев дека имаме во државата полициски службеници кои што се можеби побогати од некој кој што 20 години се занимава со бизнис. Само да додам во еден дел, ме повикавте како премиер, но и владата. Значи, ветингот беше спомнуван како постапка на распуштање со право на реизбор во правосудството. Прв пат дебатата за ветингот во МВР се јави со отварањето на дискусијата за новиот закон за безбедносните реформи и реформите во УБК, кој што до денеска стигна до фаза да се номинира директор, и овде почнува следна постапка, ќе ме поправи министерот Спасовски, формирање на комисија и постапката за ветинг. Имаме преку 700 луѓе вработено, таму не може да останат сите, решенијата се во законот опишани, како оди во таа постапка, следува за 2-3 месеци и законско решение во целокупното Министерство за внатрешни работи. Зошто во правда не се случи, односно во судството или правосудството? Затоа што имаме 750 систематизирани места на судии во државата. Во моментот се 520. Академијата не продуцира или продуцира колку 19, 38, не знам колку на 2 години. Ако самиот ветинг почне, а тоа значи од 520 најмалку 200-300 да им се заблагодариме, оти нема да го поминат целиот тој процес, тогаш нема кој да го надополни, тој испразнет простор кој што и сега е за повеќе од 200, за да го пополни во самото правосудство. Затоа верувам дека низ реформите во правосудството, прво ќе оди и личната одговорност, индивидуалната, а во идниот период не го исклучувам јас, посебно кога и опозицијата е расположена, поприлично гледаме министерката е расположена за еден процес каде што треба да се прочисти генерално на еден транспарентен начин, со право на реизбор на секој, кој што вреди. Така да, дел од тие процеси можеби ќе следуваат во иднина, ако успееме да продуцираме кадри и преку академијата и со новите законски решенија, се надевам дека ќе имаме можност и една брза трака, луѓе со 5 години искуство, како што се стручните соработници во судовите, адвокати над 5 години, да имат право во еден брз процес да добијат можност за полагање на испитите, да бидат идни обвинители или судии. Така да во следните фази следуваат и вакви процеси, но не се спроведе распуштањето на правосудството со право на реизбор, токму од тие причини. Да, но ние зборуваме за изминат период од 2 години, за нешто што се најавува наназад 2 години, од кога почнаа да пукаат бомбите на Заев. Сега имаме ситуација во која што речиси нема ниту една пресуда за случаите на СЈО и сите ги обвинуваат судиите, а имаме тука министр за правда кој што вели ние ги извршуваме реформите со полна парја. Граѓаните не можат да ги почувствуваат и да ги чекаат резултатите на овој начин на кој што вие би сакале да поминат уште 2 години. Тоа секако не беше очекувањата кои што граѓаните ги очекуваа од оваа влада кога дојдовте на власт. После толку време ние имаме судство кое што и ден денес гледаме дека е корумпирано, излегуваат и видео снимки, имаме судство кое што носи паушални одлуки, имаме судство кое што е првостепениот досудува, второстепениот го враќа по втор, трет пат. Практично во затвор од луѓето кои што беа обвинети од СЈО немаме речиси никој, освен неколкумина кои што се во притвор. Оттаму сакам министерката за правда да ја прашам какво е задоволството од направените реформи кога на терен не гледаме ништо од тие реформи. Значи, мораме да бидеме свесни дека доварба која што се губела 10 години во одреден сектор, вие и да сте магионичар не можете да ја вратите за 2 години. Реалните оценки, значи не нашите субјективни чувства, бидејќи сите ние се соочуваме со одредени животни ситуации во кои што сме задоволни или незадоволни, многу пообјективна слика даваат луѓе кои што од страна не гледаат како систем, како состојби во одредена сфера. Кога јас споредувам нашиот извештај со извештајот, например, што го добила Хрватска, што го добила Србија, што го добила Црна Гора пред отварање на преговори, морам да ви кажам дека ние сме со тоа како тргнуваме светлосни години.
не значи дека нема многу што да се направи и треба да се направи. Но исто така не е добро кога генерализираме состојби. Корупцијата е проблем кој што постои во сите сфери и во сите земји, во земји што се членки на Европска унија. Еве сега случајот што го гледаме, што се случи изминатиот Веденови кај нас, потекна од земја членка на Европска унија, каде што тие се исто така замешани во корупцијски скандал. Сега, не можете да очекувате дека ќе имаме држава во која што во вакуум простор нема да постојат никакви девијантни ситуации. Но ние во изминатиот период создаваме инструменти и создаваме правна рамка која што во иднина ќе превенира можности за корупција, за криминал, за пристрасност во судството и исто така можности ако се појават такви ситуации, тие судии веднаш да бидат разрешени. И сега кога ќе видите во делот на Законот за судски совет кој што сега овој месец практично на крајот на мај стапува на сила заради тоа што не го потпишуваше претходниот председател, имате јасен механизам за разрешување на судиите. Го тргнавме Да, апсолутно. Значи, го тргнавме председателот на Врховниот суд воопшто да нема шанса веќе да влија и да се меша во постапка за разрешување. До сега тој гласаше, до сега тој влијаеше во тие постапки. Сега таква шанса нема и се отвара простор за слободно делување во рамките на судскиот совет. Понатаму, воспоставивме систем во кој што едно е што МВР ќе се тера постапки за корупција, значи кривично гонење, обвинителство во рамките на судството. Друг систем, ако се забележат ситуации на најобични несогласување на имотната состојба, анкетните листови, со она што е реална состојба кај судиите, тие се разрешуваат. И тоа ви е на некој начин индиректен ветинг, заради тоа што во рамките на ветингот вие го гледате, го правите практично и споредување на реалната имотна состојба и она која што сте ја декларирале. Значи, таква можност ставивме во рамките на законот, ама таа е сега во рацете на судскиот совет, не е во рацете на некакви друг тип на комисии. Инаку, мислам дека е навистина неблагодарно да ги генерализираме генерално состојбите. Значи, ние и квалитетни судии во нашата држава, но секаде кај што имате цвеќе, имате и плевел, имате луѓе кои што ја расипуваат генералната слика. Оценката и во рамките на реформите во судството ние не сме самостојни. Значи, сме на некој начин и водени во тие реформи од странски институции, меѓународни, Европската комисија, кои што не препорачуваат ветинг кај нас, заради тоа што велат дека споредено со други земји, кај вас нема потреба и не е ситуацијата таква каква што реално вие си ја доживувате. Како е економијата, така и во правосудството. Рече министр, преку ноќ, не може да ги очекуваме промените, но се случи да со закон им се гарантира независноста на секој судија. Повеќе не може ни Заев, ни Десковска, ни било кој да менува судии. Второ, транспарентноста е зголемена. Создадени се сите неопходни услови за да се испорачува правда во државата. 2 години, може би не е доволно краток период, но не е ни доволно долг период за да се покажат резултатите. Продолжува мониторингот, добри оценки добивме, јас верувам дека со транспарентноста се поголема и поголема ќе се средуваат состојбите. Еве во економијата, дури после 2 години почна да излегуваат резултати. Ќе се вратиме на економијата, сега да вклучам министрот. Не само јас уште една работа, една секунда само. Да. Значи, и мислам дека сепак не треба да го минимизираме трудот кој што беше вложен од специјалното јавно обвинителство, но и од обвинителството за организиран криминал и пресудите кои што во изминатиот период беа донесени од судот. Јас навистина не сакам да коментирам, но вие сите сте сведоци дека е донесена пресуда против поранешен премиер, дека е донесена пресуда поради за поранешен министер, дека се водат постапки дури против политички партии, дека имавте судење на лица кои што влегоа насилно во собранието и кои што извршија насилство. Значи, тоа се нешто што предходно не можевме да го видиме како случај да се случува во нашата држава. Сега имаше и амнестија поради што остана неказнивост како еден лајт мотив на политичкото живење, што за многумина граѓани е опасно. Генералната разлика лепти во воздухот. Не, генералната разлика сепак во делата остана. И сите знаете дека сликата беше или причината или мотивот беше поголем од моменталниот интерес во тој момент. Министре Поповски ја спомна отчетноста и премиерот и останатите ваши колеги. Печаток е дека да, владата во однос на претходниот период, односно на претходната влада, има поголема транспарентност или отчетност, но
мислите ли дека сите нивоа на власта успеваат да се држат до оние ветувања кои што беа дадени за транспарентност и отчетност? Под нивоа на власта веројатно сметате влада и други институции кои што не се дел од владата. Па не е подеднакво, меѓутоа е подобрено секаде. Денеска имате нов извештај кој што говори дека владините институции имаат ниво на транспарентност, поточно објавување на податоци, информации и сето она што граѓаните ги интересира од над 78% вкупно, кумулативно. Имате, да речеме, сегменти во владата кои што имаат 85% исполнети индикатори. Тоа значи дека брзо одговараат на прашањата на новинарите или дека сами даваат информации? Вие многу добро знаете дека транспарентноста во две насоки се одвива. Едната е комуникација со медиумите, со граѓаните, кон јавноста, нешто што и вечера го правиме во континуитет, и тоа е фундамент на владење на оваа влада од првиот ден на стапување на власт. Второто е објавување на потребни информации, документи и сето она што значи работа, активност на министерствата, на институциите, на јавни предпријатија, да речеме трошењето на буџетски пари, тендерски процедури и така натаму. Сите тие параметри растат и тоа сериозно растат. Она што овој извештај денеска го покажува е дека онаму каде што беше можеби констатирана поголема слабост во изминатата година, кај локалната самоуправа, и таа расте, процентот е над 57, што значи дека во сите сегменти имаме огромно подобрување. Знаете, отвореноста, овде сме во емисија што е наречена Отворено. Веројатно сте нарекли така затоа што во времето кое ја почнавте беше затворено и немаше многу комуникации. Отвореноста е голем ризик и предизвик за оние што го преземаат тоа. Меѓутоа ние свесно влеговме во тоа. Нашите политики се на увид на граѓаните. Граѓаните точно знаат што работиме, како работиме, одговараме, присутни сме секогаш кога сме поканети да одговориме на секое можно прашање, и при тоа клучно е средствата на граѓаните кои што ги троши оваа влада се исто така и на ваш и на нивни увид. Ако она што го во неколку наврати го говори премиерот, дека само низ постапките кои што се јавни се заштедени во тендерските процедури околу 100 милиони евра за една година, тоа е огромна работа. Дополнително, онаа така наречена алатка за транспарентност или самата наша одлука што ја донесовме дека ќе ги објавуваме трошењата, штеди во споредба со другите претходни влади на Никола Груевски 3 до 3,5 пати повеќе пари отколку што тие трошеле. Тоа значи дека една предпоставена варијанта дека доколку оваа влада или оваа владеачка гарнитура би владеела во период колку што владеа владите на Никола Груевски и после неговиот наследник, би заштедиле само по основ околу 12 милиони евра. Тоа се огромни заштеди и тоа е сето направено во интерес на граѓаните. Тоа значи транспарентност. Добро, зошто не функционира комисијата за жалби за пристап до информации? Односно функционира на многу ниско ниво. Там работи со намален капацитет, нема директор. Знам, моите колеги имаат проблем кога ќе ги одбијат за некоја информација или кога не можат да ја добијат, немаат каде да се пожалат. Верувам дека и вие, јавноста, многу добро знае дека и врз основа на барањата што стигнуваат по овој основ, по Законот за пристап до информација од јавен карактер, е зголемен бројот на одговори. Една година, долго време, инклузивен процес имаше во донесување на новата законска регулатива. Беше вклучена целата онаа јавност која што има интерес, невладиниот сектор и така натаму, за да ги подобриме некои решенија кои што беа проблем во претходниот закон. Да речеме, скратување на роковите за давање на информации, намалување на рестриктивноста на некои членови кои што им овозможуваа на институциите да не дадат информации. Сето тоа е сега надминато. Останува и последниот сегмент, тоа е да профункционира. Нормално е периодот и време на луѓето кои што се тамо да го искористат и сега да влезат во полна пареја. Истата работа се случува и со Државната комисија за спречување на корупција. И нив им треба време да почнат, меѓутоа кога почнат гледате какви резултати има. Тоа значи кога ќе изберете експерти, стално има одлични резултати и тие се сите во интерес на граѓаните. Рековте градоначалниците ја зголемиле транспарентноста, врз основа на локалната самоуправа. Врз основа на кои индикатори тоа го тврдите? Еве го истражувањето кое што денеска го објавува Центарот за граѓански комуникации. Да речеме, општините во 2018 година имале ниво на транспарентност 43,5%, сега се на 56%. Владата, еве го, можете да го видите ако може камерата да го фати, владата е на 77,6%. И министерствата. Ова се извонредни исполнување на сите индикатори и сите информации што се врз основа на критериумите. А зашто не е 100% тогаш? Зашто да е 77? Мислам, ова за мене не е добар резултат. Еве ќе ви кажам еден показател, ако следите, затоа што по едно друго истражување
кое што е финансирано од Европската унија, владата на тогашна Република Македонија последната година од владење била на последното место по транспарентност во регионот. Веќе идната година владата, оваа влада е на првото место по транспарентност. Затоа тоа значи дека има импозантен раст, меѓутоа да стигнете имате овде имавме многу ниска база во одредени ресори, сектори, драматично ниска база. И сега драматично ниска база, овие резултати се очекувани и би било дури неуспех ако нема вакви резултати. Во споредба со другите сме биле последни, сега сме први. Тоа значи тоа. Во регионот говориме. Да, база македонска била најниска. Нема база тука. Базата е иста како ниска база, нормално е резултатите после да ви бидат поголеми. Значи, тоа се основите на економијата, вие барем ги знаете. Како ја дефинирате ниска база? Што значи тоа? Според вас? Тоа не е, тргнавме од бруто домашен производ од 9 милиарди, па сега сме дојдени. Знае што е ниска база, нема зашто да дебатираме за ниска база. Ниска база во економијата се знае што е. Ако бунарот има 3 метри и ако сте вие најдолу, тоа е ниска база. И ако стигнете до метро и пол, тогаш сте направиле нешто, но не сте излегле од бунарот, се уште сте во бунарот. Не е точно, не е точно. Ова е речиси до 100% исполнетост. Например, Министерството за земјоделство има 87%. Владата, каде што е кабинетот на премиерот и неколку други кабинети, има 87,5%. Исто така. И други, овде се колегите министри кои што се во оваа категорија на многу добро или одлично исполнување на критериумите. Знаете, вие кога ги преземате институциите, ги преземате со се она што го имате внатре, со комплетната администрација и така натаму. Тие луѓе не беа навикнати да комуницираат воопшто, а камоли да бидат отворени кон граѓаните. И затоа овие резултати многу значат, но треба уште многу да се направи. Мора да појаснам. За сите земји во регионот е од 0 до 100, за сите земји. Ниската база што ја кажувате за времето на владењето на ВМРО-ДПМН била 30%. Таа е таа ниска база. Се покачала во следната година над 50%, сега е веќе 77,6%. Така. Тоа важи за сите земји. Не е кој од каде тргнал, па сега некојот е бил многу ниско, затоа успехот е голем. Не. Исто е тоа. Ако сме биле последни во регионот, сега сме први во регионот. И тоа е голем успех. Ја само ќе додадам. За успешност во правосудството. За успешност во заштита на јавните пари на граѓаните. За успешност на компетативноста и продуктивноста во економијата, за успешност во делот на задоволството на граѓаните. Една од најсилните алатки е транспарентност. Отворено. Таа е чуварот и на народните пари, таа е будното око на судиите како ќе судат, таа е будното око дали е продуктивноста зголемена за да може да биде и компетативноста на сите компании еднаква пред правата кои што државата ги овозможува. Да не заборавиме. Само воведувањето на обврската, да секој договор по пат на јавни набавки пред да се пушти во извршување мора јавно да се објави. Огромни пари зашто и како алатка на транспарентност. Отчетноста на сите податоци кои што до денеска вие може да ги добиете како новинари, а и сите граѓани како сакаат, е 77,6%. Точно е 100% е идеалот. И ќе тежнееме кон него да расте секоја година. Се поголема отвореност, ќе имаме се поуспешни институции и се големо задоволство кај граѓаните. Тоа значи, за 2 години и како има голем напредок во сите области, вклучително и во областа на транспарентноста на работењето на оваа влада. Добро, уште малку ќе се задржам со министерот Поповски. Добро е што сме први во споредба со владите од регионот. Меѓутоа, конечно време е да почнеме да споредуваме со владите на европските земји. И нашето тежнение оди тамо. Натамо, исто како што кога говориме и за унапредување на слободата на говор. Знаете што? Отвореноста, одговорноста значи слобода на говор, слобода на изразување, слобода на истражување. 5 пати се зголемени истражувачките стории во медиумите. Една од причините е оваа отвореност на институциите и можноста врз основа на податоците да истражуваат и да прават анализи на работењето на владата. Имавме заробена држава. Знаете на кое место е Македонија во однос на слободата на медиите? 95 од 14 места има покачување. Со 95-тото место се уште е последна во регионот, односно предпоследна само пред Бугарија. А ги знаете трите причини зошто е? Една од причините е затоа што, и веројатно ќе ме прашате за тоа, затоа што е констатирано дека се уште во јавниот сервис има доминантна улога и влијание поранешната владеачка партија ВМРО-ДПМН. Така е констатирано во извештајот. Зошто? Затоа што? Не, зошто има доминантно влијание? Затоа што, како и за сите други сегменти што говоревме до сега,
во стилот и начинот на владење на оваа влада не е преку ноќ менување со политички декрет. Туку едноставно низ процедура. Законот за аудиовизуелни медиумски услуги треба да овозможи избор на најотворен, најтранспарентен начин преку јавен повик, преку јавно сослушување на експерти кои што ќе ги заземат местата во Советот на МРТ и во Советот на АВМ и тие ќе ги изберат раководствата. Да, и сега тамо повторно не гледаме дека политичка нешто се комбинаторика. случува, иако ветувањата беше веднаш после председателските избори, ќе дојдат промените во МРТ и во АВМ. Во собрание е почната процедурата пред изборите, не е почната постапката. Кандидатите се веќе номинирани таму, тие што се кандидирале, сега почнува овие денови начинот на избор врз основа на законот. До кога треба да заврши изборот? Да ве подсетам само. Една година опозицијата го блокираше донесување на законот за аудиовизуелни медиумски услуги во собранието. Беше донесен на 2 дена пред Нова година од причини што наместо ваков начин на избор, вистински експерти, а не политички договор, тие сака веројатно да протнат некоја варијанта како што се навикнати. Раководството на ова ВМРО ДПМН мисли дека треба веројатно да се договориме двајца наши, тројца ваши. Нема шанси тоа така да не видовме дека тој начин на практицирање и на опозиција сега го покажа во системот на избор на антикорупцијска комисија. Тамо беа транспарентни исто како и останатите. Знаете, Младен, ние сме власт, наша одговорност е, ние владееме во името на сите граѓани. Наша одговорност е да преговараме со опозицијата, заедно да ги донесеме законските решенија. Ако треба поспоро, нека биде поспоро, меѓутоа да биде квалитетно, а не да извршиме повторно политички притисок или да наметнеме решенија кои што ќе бидат проблематични веднаш по цена и целиот медиумски сектор да биде заложник на оваа состојба во МРТВ, бидејќи знаете МРТВ е битна за како водилка во реформите во целиот медиумски сектор. Апсолутно не би ја направил таа корелација. Целиот медиумски сектор е комплетно ослободен од било какво влијание. Пазарот е комплетно ослободен од било какво влијание. МРТВ нема право на реклами. Е ослободен од јавувања по телефон секојдневни, меѓутоа целиот медиумски сектор се уште се грижи со секојдневните грижи на финансиската нестабилност, на малиот пазар и на проблемите со кои што постои. Тие се компоненти на вкупните политики. Тие се компоненти на вкупните политики, подобрување на економската клима, растот на економијата, сето тоа ќе значи медиумскиот сектор во тој случај. Еве да ни кажеме разликите. Можеше да биде брзо. Ако МРТВ од алатка на Груевски пременеше да биде алатка во раците на Заев. Не ни треба тоа. Има системско решение. Бевте сведоци новинарите, преку Сдруженијата на новинарите и сите други форми на здружување на медиумските работници. По една попатна дебата да се дојде до квалитетно решение, кое што нема да зависи ни од Заев, ни од било кој после Заев. Ке има системско решение. Дојдоа изборите, тргнавме во постапка на конкурирање на програмскиот совет на Македонската радиотелевизија. Постапката сега веќе продолжува во парламентот. Комисиите ги закажаа. Треба на еден транспарентен начин да се избере програмскиот совет кој што ќе номинира на крајот независен директор, независен главен уредник на првата, на втората и на сите како е замислено. Тоа е системско и трајно решение. Затоа некој пат подобро да се изгуби време, отколку да се смени од една лоша варијанта во друга лоша варијанта. Не ни треба тоа. Затоа имаме вакво решение. Сведоци сте и вие новинарите дека моравме да преговараме со медиумите, со новинарите пред се, моравме да преговараме паралелно со опозицијата. Знаете дека потрошивме многу непроспани ноќи. Сите заедно, како за законот за антикорупција, да дојдеме во вакво едно решение, тоа го имаме веќе вградено и во законот за Македонската радиотелевизија, во законот за АВМУ, за Агенцијата за визуелно медиумски услуги, кои што се квалитетни законски решенија. Самата имплементација ќе го донесе задоволството кој што сите денеска го имаме од независноста на антикорупцијската комисија и тука да по истиот принцип на изборот на антикорупционери? Слично е. Многу слично, така опишано, дадов такви насоки јас. Да. Буквално најтранспарентно. Ние немаме наши фаворити, наше не е тамо да се мешаме. Ние треба да го гарантираме транспарентното спроведување на процесот, да излезат на површина најквалитетните. Преку бодирање, преку вградени граѓански организации, новинари, пратеници, сите внатре, да донесат вистински избор. Тоа е нацилната гаранција дека сме на вистинскиот пат. И ако може само нешто да додадам, јас на вистина ве повикувам вечерва, сите вас, јавноста, медиумите, внимателно да го следите и да го мониторирате процесот, бидејќи тој е одлично замислен. Имплементацијата треба да биде адекватна на тоа како што е напишано во законот и нотирано. Што значи сега ќе почне процедурата во собрание, прво ќе се провери дали сите критериуми ги исполнуваат оние што се кандидирани, тие што ги исполниле ќе бидат повикани од матичната комисија во собранието и јавно ќе ја презентираат програмата за работа, зошто се кандидирале, тоа ќе биде јавно пренесувано, ќе има пренос во живо и така натаму.
Тоа е принципот кој што овозможува вистински експерти да дојдат и никогаш повеќе ниту политиката, ниту било кој друг центар на моќ да има влијание врз јавниот сервис и врз агенцијата за медиуми, бидејќи тоа е регулатор. На тој начин започнуваат вистинските реформи во медиумите. Ова е само почеток. Добро, ќе ве држиме за збор, ќе го видиме тоа наскоро. Господине Спасовски, денеска е 11 јуни, 183 ден како Груевски не е веќе во државата Република Прво Македонија, потоа Република Северна Македонија. Не само што не се враќа тука на начин кој што би сакале да го видат, туку како да и порачува на целата земја што ми можете. Најавивте брза истрага за тоа што се случуваше во собекството на Груевски. Дури истрага и во однос на тоа дали делови од МВР му помогнале на Груевски да избега од земјата. Се уште немаме никакви видливи резултати, барем не ние што ги видовме. Јас знам дека обвинителството ја води истрагата, но ќе ја цитирам вашата изјава што ја дадовте тогаш. Сакаме да дојдеме до конкретните информации и да ја информираме јавноста. Нам ни е важно тоа што се случило во Македонија. Контактираме со сите служби во регионот. Принципијално би било сите институции да го заокружат тој систем и на крајот да излеземе со конечна информација дали имал помош и како се случило неговото бегство. Јас не вечув. Значи, јас и сега ќе ја потпишам таа изјава која сум ја дал во тој момент. И тоа само покажува... Јас не сакам да ја потпишете, сакам да ни кажете што се случило. Ако ме оставите, ќе ви кажам. Веројатно, тогаш кога ќе има доволно информации кои што ќе потврдат начинот на кој што се случило тоа бегство, ќе излезе јавното обвинителство кое што ја води истрагата. Јас сакам да кажам дека во тој дел сите тие истражни действија кои што беа посочени да бидат превземени од страна на Министерството за внатрешни работи, да се обезбедат материјали, да се обезбедат изјави, да се обезбедат докази и така натаму, се доставени до јавното обвинителство за гонење на организиран криминал. Јутоа тоа покажува, и тогаш кажав во тој момент, тоа покажува еден недостаток на целиот тој систем зашто се случи бегството на Груевски. И тоа е многу важно за да можеме во овој период кој што следи, период на реформи, не само во МВР, туку затоа спомнав на почетокот реформи и во правосудството и во обвинителството, сето тоа заедно да го консолидира тој систем за да не може да не се случуваат вакви работи. Како ќе го потврдиме ова што јас го говорам? Сите вие сте сведоци на тоа што ни се случува со луѓе кои што навистина имаат шанса да ја напуштат Македонија. Знаете, пред некое време ме сретна еден наш граѓанин на плоштад и ми вика: министре, најдобро прашање за квизовите во Македонија ќе биде ако прашате кој е сега во притвор. Нема да знаете. Сабајли ги апсите, попладни ги пуштаат и така натаму. Ретко кој ќе може да наброи одредени имиња. Тоа покажува дека системот мора да се консолидира, мора и обвинителството и судството да ги ценат доказите, односно околностите при одредувањето или неодредување на мерката која што треба да биде одредена. Вие знаете дека во тој момент ниту една мерка немаше одредено за Груевски, за да може да биде следен, да биде задржан во притвор и така натаму. Иако имало шанси. Судството сега. Иако имало шанси. Како тоа не се случило? Судството не е реформирано. Во судството се работи многу на реформи, јутоа во судството ќе има успех, јас ви тврдам пред цела македонска јавност. Добра, што работеше МВР ако вие само чекате да добиете судска наредба за ако има оперативни сознанија, службите работат, особено кај личности од таков калибар кои што може да донесат таков политички потрес каков што донесе бегството на Груевски. Да, значи сите оперативни... Вие имавте информации за бегството на Груевски, Сите информации кои што ги имало Министерството за внатрешни работи биле предадени во јавното обвинителство. Информацијата, например, дека Груевски во септември месец ги вади парите во кеш, треба да биде индикација на обвинителството, за да може да бара мерка притвор. Тие биле остапени на обвинителството, заедно со управата за финансово разузнавање. Самиот факт дека некој бил носител на висока државна позиција, кој што има огромен пристап до финансиски средства, до луѓе, до врски и така натаму во светот, е една од индикациите дека може да биде
човек кој што ќе ја напушти државата. Што е поуката од сето тоа? Го имате Камчевски се шета надвор од Македонија, го имате Мијалков, ги имате, да не ги редам уште кои други, кои што апсолутно со одлуки на судот, на обвинителството, денеска се слободни. Се ја дозволи да му се врати пасошот на Не знам Камчев. кој дозволил, меѓутоа јас разговарам само за факти кои што покажува дека тој систем што е еродиран мора да се поправи. Не, ама не можете да ми кажете 6 месеци после бегството на Груевски дека вие немате ниту индиции за тоа на кој начин и кој му помогнал во бегството Не, видете, државата. индициите се една работа. И ние можеме да ги имаме и ги имаме. На крајот треба да се утврди да имаме докази. Дали има и врз вмешаност основа на на полициски доказите структури во бегството? И во однос на доказите, за да можеме да навистина излеземе со информација која што ќе, знаете, многу е лошо да излезете на ниво на шпекулации само заради тоа што треба да се затвори одреден случај, да кажеме да, ова вака се случи, овие го направија тоа или така натаму и така. Значи тоа нема да го направиме во ниту еден момент ако немаме цврсти докази за тоа што е направено. Секако дека поддршка, помош, логистика тоа имал и од внатре од Македонија, меѓутоа и од служби кои што работеле на неговото заминување. Сметате ли дека ова бегство може да остави траен белег на вас и понатаму да ја дефинира вашата кариера како на човек кој му успеа да му побегне олицетворението на злото во Македонија, како што тогаш го наречував? Прво не, заради тоа што апсолутно не побегна Груевски на Оливер, ниту на Министерство за внатрешни работи. Во оној момент кога ќе имаше налог Груевски да биде следен, да биде чуван во куќен притвор, не знам што уште не од судот, тогаш ќе носи Министерство за внатрешни работи одговорност. Зошто тогаш разговаравте за ваша оставка со премиерот Зоран Заев во тој момент? Ние разговаравме заради тоа што пред се моралот во политиката е многу важен. Не заради одговорноста, заради тоа што навистина ја не можам да очекувам дека судиите, обвинителите кои што требале да ги водат постапките ќе излезат да ќе понудат одговорност пред граѓаните. Тоа е само одговорност и отчетност за која што говоревме и претходно. Меѓутоа, апсолутно секој еден граѓанин во Македонија треба да знае кој ќе ја носи одговорноста за овие што ги пуштаат секој ден денеска и се шетаат слободно по Македонија ако замине. Министерство за внатрешни работи и македонската полиција не се чувари или ловци да ги ловиме криминалците по Македонија ако тие не определуваат мерки за нив. Како може на еден човек кој што е осомничен за криминал, кој што бил на високи позиции, да му враќате пасош, да го пуштате да излегува надвор од Македонија и за тоа да очекувате дека некој друг треба да го чува нон-стоп и да носи одговорност. Така да, апсолутно не може да влие на работата не само моја, туку на било кој од Министерство за внатрешни работи, заради тоа што ние не сме имале можност. Знаете, ако превземевме чекори кои што ќе беа спротивни на закон, не знам, незаконски да следиме, да правиме други некакви активности, веројатно тогаш повторно ќе бевме први на тапет од медиумите, од јавноста, зашто тоа го правите како рушење на човековите права. Ние рековме дека да, ќе постапуваме по закон, меѓутоа, уште еднаш повторувам, ова е можноста да се консолидира системот. А ќе се консолидира во овој момент... Ако можеше на Милијана Киевски ден после бегството на Груевски да му се одреди мерка притвор со писмена белешка на УБК, зошто не можеше да му се одреди мерка притвор со писмена белешка на УБК на Никола Груевски? Па еве, јас ви кажувам дека имаше писмена белешка дека тој ги извадил 200.000 евра и предадена во обвинителството. И јас се прашувам зошто не му се побара да му се одреди мерка притвор. Се не побара мерка притвор. Се не побара мерка притвор. Во друг случај судот не определил мерка притвор за другите предмети кои што ги има и така натаму и така натаму. Значи, постојат многу аргументи и факти зашто треба да се консолидира системот. Ке се консолидира тој систем на реформи и сите реформи кои што ги правиме легислативни. Во оној момент кој ќе видам одговорност на суди. Велите имало писмена белешка за вадењето на парите од сметката на Груевски, но немало писмена белешка за подготовката за бегство. Тоа значи дека некаде системот на УБК зател. Значи има многу информации кои што се остапени на обвинителството. Јас предметот е во истрага, јас не можам таксативно да ви ги набројам сите белешки, информации и изјави кои што се дадени во обвинителството на основа на кои што треба да се ценат доказите. Секаде кај што има пропуст, мора да има одговорност за тој пропуст. Само тогаш може да
да имаме успешност на државата. Знаете, како што има државни функционери кои што се апсат и одговараат за тоа што го правеле или за тоа што го прават, мора да носат одговорност и судиите и обвинителите. И не може да чекаме да се одлагаат седници на судски совет, не знам, да не се покренуваат постапки против суд и против обвинители. Зошто? Заради тоа што едните на другите ќе се штитат, а кога треба се носат одлуки кои што ќе значат, не знам, заштита на некаков друг интерес, тоа да биде одлука на судот и дека тогаш никој нема право да коментира такви одлуки. Јас гледате дека задно време многу отворено говорам на оваа тема и ќе говорам се до момент додека навистина не видиме дека носат одговорност и суди. Ова министр ќе говори дека треба да има метла во правосудството? Ова говори дека има одговорност, не метла. Ова говори дека практично состојбите кои што се негативни се дел во судскиот совет, кој што ние веќе им дадовме надлежности со закона да се ги средат, но исто така и во Министерството за внатрешни работи, кое што ако забележи дека одредени суди и обвинители направиле кривични дела, бидејќи некогаш непостапувањето исто така е кривично дело, некогаш постапувањето заради криминални мотиви е кривично дело, тогаш треба да бидат покренати и судски, односно кривични пријави да бидат поднесени против суди и обвинители. Така што тука јас навистина очекувам, ова ме радува што гледаме волја кај министерот, дека ќе бидат почнати постапки за гонење на суди и обвинители за одредени пропусти кои што ги направиле или за одредени действија кои што ги превземале. Ќе ви напоменам неколку случаи. Судиите на Управниот суд, судиите на Врховниот суд. Тоа е добро. Имаме, ама во целата таа ситуација, вие добро знаете, судскиот совет, кога треба да го одземе имунитетот на судиите за да може да се водат судските постапки, тогаш тие не се исти граѓани. Јас сакам да бидеме сите исти граѓани. И тие кои што се обични граѓани, кои што можат да бидат во притвор, меѓутоа да видиме и некој судија како е тоа да се најде во притвор. Само да додадам, ти рековте со Заев разговарано. Ако видев мала одговорност на министерот за внатрешни работи или за било кој од полицијата, веднаш ќе побарав одговорност или ќе предложив негово разрешување. Суштината е што сите докази кои што биле се ставени на располагање на јавното обвинителство. Јавното обвинителство излезе на некои 2-3 месеци после бегството со едно соопштение за тие докази што ги има. Ако има доказ дека некој од МВР кој помогнал бегството на Груевски, верувајте ќе реагиравме. Неколку пати дојде министерот Спасовски кај мене. Барем 2 пати јас се сеќавам. Заради етичкиот дел, дали треба да се постапи. А ако видев барем еден доказ, и те како ќе постапев. Немаме никакви предрасуди, заради тоа што најголемите реформи се во етичката одговорност, но таа мора да биде заснована на одредени докази, на одредени слабости, на одредено правење или неправење, постапување или непостапување, затоа што само така е исправно. Така да, верувам ако некогаш се утврдат конкретни докази, за било кој што бил вмешан, инволвиран или слично, тие ќе се објават и ќе се понесе одговорност. Во моментот, кај мене како премиер, не постои доказ дека министерот за внатрешни работи или некој вработен во Министерство за внатрешни работи го помогнал, бил инволвиран во бегството на Груевски. Значи, политичка одговорност за бегството на Никола Груевски не можете да лоцирате? Политичка одговорност нема да лоцирам заради тоа што за мене и непостапување, не извршување е политичка одговорност. Јавно и транспарентно реков, јас дури нема да го чекам јавното обвинителство, ако видам дека во служба на владата, Министерство за внатрешни работи, имало слабост, јас ќе излезам. Нивната истрага си е нивна истрага, тие може да се излезат да си кажат се. Но тоа што е слабост на системот, кој што е под мојата раководна палка, ќе излезам и ќе го кажам јавно. Без разлика на било кој и за било што да се однесува токму тоа. Но секако не може да носите политичка одговорност таму каде што не ја гледам. Не постои таа политичка одговорност. Така да секој пат ќе настапуваме транспарентно, одговорно, отчетно. Рековме, по законот за внатрешни работи, овластувањето што ги имат МВР е да се следи заради одредено сомневање, го кажавте, на јавен простор. Ако му навлезат во домот, во приватниот живот, на работни места, тогаш тоа е кршење човекови права. И верувајте, масакрот кој што може да се направи врз било кој поединец или институција врз државата заради кршење на човекови права е огромен, со сериозен импакт кој што влијае многу подлабоко во порите на општеството, отколку тоа дали дефинитивно Министерството за внатрешни работи, постапувајќи по своите надлежности согласно закон, си дозволило да остане самотно тука. Не смеело ни да помисли да оди повеќе. Заради тоа што веднаш поминува црвената линија на кршење на човековите права.
дел од нивната работа е тоа да утврдуваат дали некој сака да бега од државата кој што е осомничен. Тоа беше затоа зборувавме за писмената белешка на УБК. Тоа е делокруг на нивната работа. Како што знаеле да кажат дека извадил парите, можеле да знаат да кажат дека спрема бегство. Ви кажувам најтранспарентно. Имаше следење на јавен простор на Груевски. Фала Богу, и тој беше транспарентен. Си објавуваше слики како џогира на кеот, како оди во парламентот, како влегува, не знам, на други места, во судот како влегува. Дел од медиумите го следевте, целиот. Тој тие денови кога побегна беше на судење, беше во парламентот, беше покрај кеот на Вардар, да трче и слично. И секако МВР на јавниот простор си го следал, заради тоа што имало индиции дека некој може. Но не може да му влезат во домот, во лифтот, во багажникот на автомобилот евентуално или било каде каде што е приватен простор негов. Само карикира. Сакам да додадам. Ние имавме и други случаи во кои што Министерство за внатрешни работи доби налог од судот да постапува за било кој од кривичните дела. И тука во тие случаи може да се види дека Министерство за внатрешни работи безпрекорно ја заврши својата работа. Еве, ако сакате, псењето на Мијалков. Некој едно време не смееше името да му го спомне, меѓутоа Министерството ја заврши работата. Сега зошто се укинуваат тие одлуки, па повторно е слободен и така. Тоа е веќе други прашања, затоа говорам јас. Мора да воспоставиме систем кој што ќе функционира и да се знае што се прави во одредени моменти за такви и за такви луѓе кои што можат, има можности, има шанси, има индици. Без никаква индиција, судот мора да ги цени околностите во делот на изрекувањето на мерката притвор, заради тоа што овие работи кои што јас ги говорам, финансиските средства, врските во јавноста во државата, врските надвор од државата и така натаму се елемент кој што треба да се цени. Повелетковски краток коментар. Од исклучително значење е заштитата на човековите права и слободи и пресумпцијата на невиност. Сите ние сме сведоци како во минатото беше злоупотребувана мерката притвор. Беа малтретирани луѓе, беа држани месеци, наши колеги новинари беа затварани. Тоа беше злостор и врз нив и врз целата ситуација во државата. Меѓутоа исто така е огромен злостор да не ги преземете сите мерки што ви стојат на располагање за да спречите оние кои што знаете или претпоставуваат, има сериозни индиции дека направиле тешки кривични дела, да можат да најдат начин како да ја избегнат правдата. За тоа говориме вечер. Ова значи дека ќе одговара некој за бегството на Груевски? Ако во секоја нормална земја, каде што влада е правото, ако има докази, се одговара. А не оти сакат Шадиковски, Заев, Спасовски. Значи, не мора и да значи дека некој му помогнал. Јас ви харикирам варијанта. Од домот станот, влегува во лифт, доле во колата, во багажник влегува, излегува надвор, на било кој граничен премин. Проверете, вие може да помислите. Сами пред малку рековте, и непостапувањето некогаш е кривично дело. Се согласувам. Ако немало постапка за утврдување на притвор заради индиции тие, дали е тоа одговорност? Господин Шадиковски, владата не определува притвор. Владата не определува мерки на обезбедување. Не сме да помислиме. Не сме да Не помислиме. зборам за вас. Меѓутоа има други институции, има обвинители, има суди кои што можеби постапувале неодговорно и несовесно. Еве вака. Затоа зборуваме и за тој ветинг што го спомнавме, а сега и за одговорноста на судиите и Ако во обвинителите. судската пракса. Зошто не За можеме секоја ниту таа казна. да ја видиме? Судската пракса, во секоја казна, каде што во секоја одлука, каде што казната затвор е помала од 5 години, не се носи веднаш во затвор осуденото лице. Ако се досуди казна над 5 години, тоа уште на самото рочиште се носи во затвор. Заради тоа што таква е висината на казната. Овде имаме правосилна пресуда со 2 години затвор за Груевски. Значи имаме правосилна пресуда со 2 години затвор. Сето упатниот акт стига во петок. И секаде, за секој граѓанин, се чека до понеделник. Ако не се јави лицето да го испорачи упатниот акт, тогаш постапуваат судските инстанци за присилно носење за издржување на казната затвор. И во понеделникот го испорачаа упатниот акт према Министерството за внатрешни работи да го донесат лицето Никола Груевски да си отслужи казната. Тој до тогаш на викендот така беше, 9 или кога беше, пред да го добија тоа беше заминат. Значи, постапувате строго по закон и никако поинако. Ако за сите важало, петок кога се дава упатен акт, до понеделник се чека да се јават, треба да важи за Никола Груевски. Затоа што ако постапите поинако, тоа е дискриминација и нарушување на човековите права.
Ако го следите во домот или во службениот простор каде што работи, е дискриминација и нарушување на човековите права. Затоа морате да постапувате секогаш согласно закон. Ако има докази, се одговара. Ако нема докази, не се одговара. За секој. Таков е нашиот систем. Доказите се богови на постапката. Ако ги има и се доволно, се носат пресуди. Ако ги нема, секој е слободен човек. Одиме на мала пауза за реклами, се враќаме со вториот дел од емисијата, ќе разговараме и за реконструкцијата во владата, односно метлата што ја најави премиерот Заев, а се разбира тука ќе бидат вклучени и нашите гости во публиката, кои што се денеска во поголем број од вообичаено. Повторно во студиото на телевизија 24 со премиерот Заев, министрите Поповски, Десковска и Спасовски ги правиме ветинг на нивното работење во изминатите 2 години, но и на она што треба да се случува барем во наредните 3 месеци. Тука би ги вклучил дел од прашањата за публиката. Одиме со првиот сет прашања. Повелете, ќе ве молам микрофонот. Да. Ружица Попева Наумова. Почитуван премиере, па и останатата господо. Вие бевте иницијатор за реформите во судството. Зошто се уште се толерира нефункционирањето на правосудството? Зошто се уште се толерираат судии кои газат по човечкото достоинство, судии кои не го почитуваат човековото право? И зошто се толерираат судии кои што судат спротивно на Уставот, судат ретроактивно, судат без докази? До кога мислите да ги толерирате, почитувам премиере, истото и за господјата министер? За овие 2 години, јас како човек од искуство по судовите, не можам да кажам дека судот има голем напредок. Напротив, имам впечаток дека судиите се уште повеќе раздражливи, со што се одразува многу негативен ефект на нас граѓаните. Со тоа ни се зголемува како материјалната, така и нематеријалната штета. Не сакам да зборувам за начинот, однесувањето, нецивилизираното однесување и нехуманото однесување на судиите. Вие бевте, почитуван премиере, голем иницијатор за реформите во судството и лично знам дека сте голем поборник за почитување на Уставот. До кога ќе ги толерирате овие судии? Дали се планираат превземање мерки, било како, за да се спасат илјадници граѓани, да се спаси рајата од оваа тортура која што произлегува токму од судиите, зборам од искуство, од Основен суд 2 и од апелација. Значи, судење непрофесионално, ретроактивно, судење и досудување пресуди, без докази и да не редам икс други прекршувања на Уставот на државата. Благодарам, почитуван. Да, јас само ќе ги замолам дискутантите да одговараат малку по блиц, побрзо на овие прашања, за да можеме да одиме кон побрзо во емисијата. Гледам најбрзо можно, но на вака комплексно прашање е тешко да можете со 2-3 збора да одговорите. Прво, премиерот Заев и министрите не се бирани да бидат лидери на судскиот совет и тие да носат одлуки кој судија треба да се разреши, кој треба да се казни, кој треба да се унапредува или слично. Наша задача е да подготвиме добра легислатива, парламентот да ја донесе и по неа да се постапува. Новините во законите се: судија одговара кривично. Судија директно е под комплетен мониторинг по транспарентноста. Судија повеќе не зависи од политичар за негово по телефон јавување за разрешување или именување или слично. Заврши тоа. Тоа се очекува од извршната власт. Тоа се очекува дори од парламентот. Еден дел кој што можеме ние да го покренеме, а го најавив, зошто не е покренат од самиот почеток на владењето на оваа власт, која што јас ја предводам во делот на извршната власт, е заради слабостите на системот. Лично сум бил поборник и сум за ветинг, комплетен. Значи, распуштање и реизбор. Тој што е добар, пак ќе остане судија. Но, кога имате 750 судиски систематизирани места во Република Северна Македонија, во моментот има 522, ако не се лажам, судии во државата. Значи, 228 помалку. И кога ќе тргнете со ветингот, најмалку 200 треба да си одат дома. Кажам најмалку 200, не, ќе има комисија или било што. Благодарам. Останува 322. Како ќе ги надополните до 750? После нездоволството нема судии кои да судат, затоа што продукцијата ни за академијата за 2 години е 38
судии и обвинители, значи 19 судии. Како ќе надополните овие недостаток од 450 луѓе кои што ги нема? Затоа, низ реформите, очекуваме Академијата да продуцира млади генерации, нови, прогресивни луѓе, кои што ќе бидат идниот потенцијал за обвинители и за судии, за да може да дојдеме во време каде што ќе можеме да спроведеме комплетен ветинг. Може вие да кажувате колку сте незадоволни или задоволни, но се знае по устав и по закон кој тоа го цени. Тоа е судскиот совет. Во постапка се жалите до судскиот совет, со вашите аргументи судскиот совет треба да постапува. Тие не само да имаат право да казнуваат, имаат право да разрешуваат. Комплетно. Тоа е нивно право. Така да јас очекувам дека во периодот ќе се видат и примери на одговорност на судие, не само за да биде разрешен, туку и кривична одговорност, како што рече министр Спасовски. Не може обичен граѓанин, политичар или било кој да оди во затвор да одговара, а судиите и обвинителите не одговараат. За законот мора да важи еднакво за сите. Благодарам, Десковска. Значи вака, овој дел на масата навака не смеат ниту да се јават на судија да прашаат зашто во овој предмет сте одлучиле вака или онака, ниту да им кажат, ниту да им ги преиспитуваат одлуките. Она што е во надлежност на Министерството е, создадовме рамка во која што даваме можност. Вие како граѓани, ако сметате дека некој судија го прекршува законот, да си се обратите лично и директно до судскиот совет и да побарате разрешување на тој судија заради тоа што неправилно се врши работата и ставивме во законот, значи, намалување на критериумите за поднесување на такви постапки за да можете полесно да ги покренувате вие како граѓани. Значи секој од вас ако смета дека е оштетен од судија кој што неправилно се врши работата, може да бара негово разрешување. Или ако смета дека за тоа стои кривично дело, дека тој зел пари од другата страна или било што, ќе се обратите во Министерството за внатрешни со кривична пријава, а потоа тие си ги гонат исто така и судиите подлежат на кривична одговорност како што подлежиме сите ние како граѓани. Така што во тој дел тие се патиштата, значи законската рамка ви дава можности, треба да знаете да ја искористите. Да. И уште една работа, ве молам, користете ги медиумите. Користете јавноста, тие се ослободени од притисок, презентирајте ги вашите проблеми, никој не може да го издржи притисокот на јавноста. Ќе мора да се заминат. Почитувана министерке, овие 7 години моја крвава пирова борба, зборувам лично за себе, па можам веројатно и во името на илјадници граѓани кои што беа омаловажени и спротивно на уставот досудувани. Одлично знам за што зборувате и одлично ги знам постапките, како сето тоа оди. Меѓутоа, дајте да бидеме објективни и реални. Зборуваме за граѓаните на државата. Зборуваме за правно неуки граѓани. Што во тој случај? Дали не мислите, вие лично, дека сето ова можеше да се потурне за овие 2 години? Дали правото нема механизам? Благодарам. Ние свативме поентата. Повелете. Процедура. Благодарам. Значи, во изминатава година буквално ви ставивме правни можности за сите граѓани да може да си ги користат на многу полесен начин своите права и за да си дојдат до обештетување за одредени случаи. Значи, јас знам случаи кои што во моментот се покренати пред судскиот совет за одредени суди заради тоа што одредиле, да речеме, не одредиле притвор во одредени ситуации, Сејат Кочан избегал, во моментов одат такви постапки за разрешување. Значи јас и тоа јавноста го знае. Значи се што сметате дека има штетна последица по вас заради некој судија што прекршил закон, адресата за барање на постапка на разрешување на тој судија или дисциплинска одговорност е судскиот совет. Но ако имате индиција дека има кривично дело, значи ние видовме ситуација кај што се зборува за подкуп на судии. Значи апсолутно сите тие случаи, мене ја затоа рековме радува и определеноста на министерот за внатрешни да покренува истраги, да постапува во такви ситуации, така што таа адресата со сите докази, јас ве охрабрувам да се обратите и да си почнат постапки. Јас морам да додадам само нешто. Ко викате вие, пред се мислите на владата, премиерот, зошто не ова, зошто не ова? Да не заборавиме. Груевски се јавуваше по телефон и разрешуваше судии. Груевски диктираше пресуди. Ние се боревме, тоа никогаш да не се случи. Не треба сега Заев тоа да го прави или било кој од министрите. Сега создадовме легислатива. Никој не е вечен. Транспарентноста во постапката овозможува да будното око на јавноста преку медиумите или директно. Денеска можете на веб страната да проверите пресуда и да отворите постапка за било кој некој од Берово, од Виница, директно за одговорност на судијата, зошто вака одлучил пред судскиот совет. Ако судскиот совет не одлучи,
Тој ќе биде намегдан пред јавноста да каже зошто не одлучил тој судски совет. Благодарам. Се создадени веќе услови да владее правото за секој. Секој мора да се одговара. Благодарам. Овие услови само кратко. Министра, за вас. Овие Имам прашање од ми го поставува независниот полициски синдикат, го прашува министерот да каже јавно зошто висок функционер, помошник директор во БЈБ ја избегнува правдата со тоа што одбива и избегнува на покани од обвинителство да се јави поради сторено кривично дело несовесно работење во службата. Кој го заштитува тој функционер и кога ќе се овозможи владење на правото? Значи, јас не знам за кој функционер станува збор, никој апсолутно не го заштитува и ние покажавме и во изминатиот период дека нема штитење на било кој. Вие се сеќавате дека имаше апсењи во кабинетот на министерот, имаше апсењи на началници на сектори за внатрешни работи и тоа е принципот по кој што ние ќе работиме. А зошто е ова важност, ќе се надоврзам и на претходно прашање, заради тоа што мора еднаш за секогаш да ги оделиме она што се вика лошото во институциите, затоа што не е голема бројката на оние кои што се непрофесионални и корумпирани. Меѓутоа, тие ја ствараат перцепцијата за институциите. И во судот, меѓутоа и во министерствата, генерално во државната администрација, и затоа е важно да се воспостават тие правни механизми, она што се работеше во целиот овој изминат период, и конечно да секој си добија надлежности и да знаеме дека тие надлежности ќе ги остварува. Ако имавме судски совет кој што никогаш не покрена постапка или покренуваше постапки како што ги покренуваше и антикорупцијската комисија претходно за да ги покрени да ги затвори, сега се создадени такви правни рамки кои што нема да овозможат јавување на било кој функционер од власта, туку систем кој што мора да функционира без разлика која е власт. Повелете прашање тука. Добро вечер. Би сакала да поставам едно прашање актуелно во овие денови, како солуција дадовте избор на нов модел на изборни единици. Па би сакала да ми кажете околу тоа да имаат можност и малите политички партии да учествуваат, да имаат иста шанса. Прашањето за отворените листи и една изборна единица. Нашиот официјален став е дека ние се залагаме како социјалдемократски сојуз, се зборам не за сите владени партнери, СДСМ, да преминеме на модел на една изборна единица. Тоа дава можност малите политички партии да не бидат зависни дали големите ќе стават во коалиција, какви репрезенти слично, да имат опција и сами да настапат на избори. Вториот модел е отворените листи. И една изборна единица и отворени листи не одат заедно. Имаме 120 кандидати на една листа, тоа е една изборна единица, со отворена листа не може да ги пронајдете тие од селата. Сите ги видат од Скопје и од големите градови. Така да или одите со една изборна единица, или со отворени листи. Се зголемена демократичност во Република Северна Македонија. Ние ги поддржуваме моделите. А ако мнозинството одлучи да одиме на отворени листи, одиме на отворени листи. Отворените листи нудат предност. Дека не мора да значи дека Заев, ако е носител на листа, дека секој ќе стане пратеник. Може 20-тиот да биде пратеник, првиот да нема шанси за пратеник. Граѓаните бираат за кој граѓанин гласа. Тоа се отворените листи. А една изборна единица им дава на помалку бројните заедници, поголемо учество во парламентот, на помалите партии. Тоа значи дека големите партии нема да бидат вака силни двигатели за се. Ќе зависат од дебатата, од помалите партии, од корективноста внатре или слично. Така да се што носи демократија поголема во земјата наша, ние сме за. Иако прво ќе изгубиме ние, како најголема партија, но ќе добие Република Македонија. Република Северна Македонија. Благодарам. Друго прашање во овој дел на публиката? Јас сум Мирко од Скопје Жоговски, имам прашање за добивање на тендери. Повеќе добиваат пратениците него луѓе кои имаат право да добијат. Пратеник некој може да кажете што е добил тендер? Еден од 120. Крсто Муковски. Крсто Муковски нема добија на тендер. Крсто Муковски доби тендер во јавното предпријатие за стопанисување со стамбен и деловен простор. Во времето на оваа влада? Во времето на оваа влада. Апсолутно сте грешка. Може некој роднина негов да добил. А пратеник да има добиено тендер, каде што тој е собственик на фирма, нема таква работа. Затоа што во такви постапки, кога се работи за одреден функционер, да учествува на одредени тендери, таа постапка мора да биде на показ на целата јавност, или, не знам, тој, неговото семејство и слично, на показ на целата јавност, да се знае во која постапка,
Како добил, дали бил најкомпетативен или слично. Тендерите во нашата земја, како никогаш порано не се спроведувале транспарентно. Во моментот имаме тендери каде што не ни се не јавуваат фирми. Посебно во делот на градежништво, заради тоа што немаат повеќе капацитет. На 52 локации се градат регионални и национални патишта во државата, на секаде. И во моментот имаме тендери каде што не се јавуваат, заради тоа што не можат повеќе да ја преземат одговорноста да вршат. Во самите постапки кои ќе испоредите цените, ќе видите ако била 100 единици вредноста на одредена позиција, сега е 85, 75, 50 единици, преполовени се заради транспарентноста. Вистина, треба да кажеме кој е тој пратеник, каде што тој фигурира. Крсто Муковски не фигурира. Над 58 милиони денари или околу 950.000 евра е вкупната вредност на тендерите кои вевчанската фирма Атриум, водена од братот на обвинетиот пратеник Крсто Муковски, ги има подпишано со државни органи во последните 5 месеци. Ова е објавено пред 6 месеци. Сите постапки, тие излегува и во јавност, кои што се поврзани со братот на Крсто Муковски, се транспарентни постапки, завршени жалбени постапки или воопшто ги нема како жалбени постапки. Апсолутно се случувало тоа и пред Крсто Муковски да биде еден од 8-те што гласа. Видете ги дело тие, сите постапки. Се работи за фирма која што е активна во нашата земја и работи на повеќе позиции. Тоа не значи дека ако некој од ВМРО не треба да добие тендер. Ако е најкомпетативен, било кој ќе добие. Но пратеник, да биде собственик на фирма и да добил тендер, не познавам таков. Добро, друго прашање? Тука? Само да дополнам еден пример, ќе Да, ви дадам тамо е. во делот на транспарентност и на тендерите. Како потврда на ова што го кажуваш и председателот на владата. Само еден пример ќе ви дадам. Во Министерство за внатрешни работи 2016-2017 година имаше случен тендер за одржување, односно чистење на простории за 96 милиони денари. 2017 на таа јавна набавка, таа била значи за 2 години, за исти позиции зголемена квадратура за 2300 квадрати е за 46 милиони денари. Тоа е разликата која што се појавува во делот на еден од примерите сам. Да. Добро. Благодарам, повелете. Немов Маријан, почитувани. 2012-2013 година беше зенитот на криминалното работење на македонската бегалка и фамилијата. Ако се сеќавате, таа година имавме и промена на уставниот суди, односно составот на уставниот суд. Се обезбеди контрола врз основниот суд, врз апелација, па и управниот суд преку одредени адвокатски канцеларии. Се искористија, се злоупотребија институциите, да не кажувам за улогата на коморите, како што се нотарската и извршителската комора за заплашување и сеење на страв кај граѓаните. Така да имаше доста време да се воспостави овој нивен систем и начин на владење. Ќе ве молам само по-конкретно со прашањето, да одиме во интерес на времето. 2 години ние како граѓани осеќаме дека некои работи мора да признаваме дека се сменети, меѓутоа добро дел од работите не се сменети. Рековме денеска за правосудниот систем, тоа е многу бавно. Регулаторна комисија се уште не ги одзема лиценците на БЕК за топлинско снабдување, иако се незаконски добиени, поведени се кривични постапки од граѓаните во тој поглед. Ова ни дава основа за сомнеш дека и одредени функционери, одредени функционери се вклучени во бизнисите за одреден процент на овие претходни што ги спомнав. Па сакам да поставам прашање до кога парите на граѓаните ќе се излекуваат преку офшор компании надвор од државата во приватни џебови. И господја министерка, вие имате најтежок дел, до кога ќе можеме да очекуваме правда во Република Македонија за да ние конечно си го добиеме нашиот мир. Прво јас. Конечно постапки се процесуирани, така? Порано не можевте да помислете. Дел од неправдата каде што НОПА се ран се бореше. Владата, тоа што зависи од нас, го исправивме. И реално и отидовме еден чекор понатаму. Ги намаливме даноците, данокот на додадена вредност на топлинската енергија и на гасот. Од 18 на 5%.
за да можеме некако и да возвратиме на таа неправда. Но ние не може да го вратиме времето назад и таа неправда да ја исправиме целата. Но можеме од сега натаму да поставиме правда. Никој не е заштитен. Се процесуира кривични дела, слушав по медиумите, видов и за Бек, и за Тето, и за кои се сите. Важно е и тоа што дискутираме, дека некој ќе биде под притисок да ги решава случаевите. И дека има таму едно будно око на тие граѓани со години, штопинци со капаа по улиците, дел од вас ве гледам овде присутни, дефинитивно ќе испратат порака дека некој ги следи процесите. И правда мора на крајот да се донесе. За никој не смее правдата да биде изземена. За секој мора да биде донесена. Секој што има вина, секако да се одговара. Така да процесите се процесуирани. Истраги и предмети порано се чувале во фиоки, денеска се доставени. МВР испорачала се, за да може тоа обвинителство да каже поднесовме истрага, отворивме предмет или процес. Порано тоа не се случуваше. Добро, одиме на друго прашање. Повелете. Јас сум Мирко Станоевиќ од Нов Пасаран. Па имам едно прашање за господја министерка. Зошто доцна судските реформи во Македонија? Кои се причините и дали има кочничари? Тоест, кои се тие кога можеме да очекуваме конкретни резултати од овој процес? Толку кратко прашање. Значи, ама ако јас мислам дека сепак ова прашање треба да се одговори, заради тоа што кога ги разгледуваме реформите, треба да ги гледаме двата дела на реформите. Едното е поставување на законската рамка, другото е имплементацијата. Првиот дел горе-долу ни е завршен. Сега следи вториот дел, тој што е најважен, каде што и граѓаните треба да го почувствуваат резултатот од претходните реформи. И затоа велам, во тој дел главниот напор на сите нас е насочен кон тоа, на вистина судството да почне да се работи професионално, без ние да му се мешаме, ама и без да му правиме притисоци, значи во вршење на својата работа, но исто така и да не го оставиме да прави кривични дела, а ние да стоиме на страна. Значи тука сега треба да следи процесот на имплементација. Во еден дел има одредени резултати ако генерално го гледаме, не само судството, него и правосудството. Значи еден од клучните проблеми што ние често пати се среќававме и разговаравме беше прашањето за извршителите. Значи дали тука имаме одреден напредок или не. Правевме заеднички напори да ја смениме законската рамка за да направиме намалување на трошоците. Но исто така, во јавноста ние не сме го зборувале тоа многу, некои работи веќе даваат и одредени резултати во одговорност на извршителите. Значи, ние минатата година во текот на изминатиот период покренавме 8 постапки против извршители, кои што им беа изречени мерки, плюс на 20 беа суспендирани. Јас минатата недела разрешив еден извршител заради тоа што и пративме и кривични пријави до МВР, заради тоа што видовме и друг тип на несоодветно однесување. Така што во тој дел навистина треба да си бидеме едни на други помош, граѓаните и ние, за да можеме сите ситуации што вие ќе ги забележите како несоодветни, да реагирате, за да реагираме заедно. Дали до МВР, дали ќе реагираме до коморите, каде што и тие веќе се свесни дека ги следиме. Мене ми е жал, јас гледам дека има една друга тенденција. Незадоволството на извршителите од законот кој што го сменивме, никој не е целосно задоволен. Ниту граѓаните кои што очекуваа веројатно укинување на извршителите, што е апсолутно невозможно, а извршителите се апсолутно и тие незадоволни. Слушам дека сега покренале постапка пред Уставен суд за укинување на тие одредби кои што ние им ги ставивме како ограничување на тарифите кои што ги наплатуваат. Се надевам дека ќе се гледа во оваа институција широката слика на уставноста, дека апсолутно јас стојам за тоа дека нема никаков неуставен аспект на тие одредби кои што ги донесовме во корист на граѓаните врз основа на кои што ги намаливме трошоците и ги ограничивме на одредени проценти за одредени категории. Така што во тој дел едно прашање кое што генерален одговор на сите овие сплотна прашања. Легислативата е создадена, тоа е успешноста на реформите. Повикувам сите, гласност, будно око да следи, се, за да до крај зенитот на реформите во пракса ги спроведеме. Тоа значи, да за судството, значи за премиерот, за владата, за јавната администрација, но зависи за сите нас граѓаните. Кога ќе се разболи дома член на семејството, нема да фаќаме врски кај докторот. Ќе одиме на редот. Кога ќе снимаме процес, ќе одам ќе се борам во правда пред судството. Трите деца дома не ми се за факултет. Нема да и буткам трите деца за факултет. Двете се не кодат. Едното ќе оди на стручно образование. Кога паркингот
Пајакот ќе ја дигне колата. Нема да дигаме градоначалникот и на директорот. Сите мораме да зборуваме гласно. Ево, ова е денеска од голема помош. Будно да ги следиме процесите, секој да знае дека има нешто што се вика одговорност. Ако прима плата од граѓаните, дали е тоа премиер, министер, пратеник, градоначалник, судија, било кој, има да се заврши работата и се носи одговорност за неговите грешки. Тоа ќе овозможи само транспарентноста на постапките. Знаете колку пати Груевски беше пофален за донесената легислатива и за донесените закони, па недостасуваше тоа што се велеше имплементација, односно политичка волја за имплементација на законите. Знам. Оттаму се стравувањата Знаете и вие дека ова никој пат го немало исто така. Да, ова е политичка Од волја, крај но за се. дали има администрација што може да го следи тоа? Имам едно прашање од публика што току што ми стигна, дали премиерот и понатаму ќе биде нежен со јавната администрација? Таа што не е квалитетна ќе се заблагодариме. Не може да ги троши парите на граѓаните за плати и ништо да не се работи. заблагодарите? Што значи неквалитетната администрација? Тие што чуваат предмети, што најлесно им кажуваат не на граѓаните, што не се потрудуваат да им служат на граѓаните, тие не треба да бидат јавна администрација. Тие треба да си барат работа на друго место. Тоа е тоа. Граѓаните плаќаат давачки. Граѓаните се нашите работодавачи. Дури и на судиите. Судиите земат плата од даноците кои што граѓаните ги плаќаат. Премиерот, министрите, пратениците, сите градоначалниците, јавната Дека администрација. најавувате чистка во јавната Не администрација? кажувам законите како што се создадени. Со ова што денес го имате транспарентно, отворено комплетно за се, сами ќе се прочисти системот. Некој ќе носи кривична одговорност и ќе оди у затвор. Некој ќе му биде дадено отказно решение. Некој ќе биде потврден за втор мандат, да биде дали е тоа обвинител, судија, политичар, пратеник или било што. Се зависи секој што ќе испорачи. Светот се променил на тој начин. Не, но ова Така и го ние ќе правите, се промениме. ова го правите или ќе го правите како дел од некаква реформа на јавната администрација осмислена со намалување на број на работни места? Еден дел од реформата на јавната администрација, зборуваме многу отворено и јавно, има за цел да ги намали работните позиции во администрацијата. Делот на позициите кои што се систематизирани по систематизациите не се потребни. Само фигурираат заради тоа што некој треба да зима плата, а ништо да не работи. Мора да ги укинеме. И тие ќе имат своја понуда каде ќе бидат насочени да им биде понудена работа. Државата ќе ги понуди со тренинг, ќе им даде поддршка на приватните фирми за да може да ги привлечат. Ќе дојде и времето, а доаѓа, кога приватниот сектор веќе нуди повисоки плати од она што е за средно образование, отколку што е во јавната администрација. Целиот тој процес следува во државата. Колку луѓе очекувате да бидат ослободени од јавната администрација? администрација? Како? Колку луѓе очекувате да бидат ослободени од јавната администрација? Значи треба да знаете дека кога зборуваме за јавната администрација, во сите министерства работат 4000 луѓе. Сите други се во јавните предпријатија, акционерски друштва, не знам, сите други агенции кои што постојат, локалната самоуправа, комуналните предпријатија, од секој. Значи од 143.000 јавна администрација, само 4.000 се во министерствата. Сите други 139.000 се во јавната администрација. Треба да се има на секаде прочистување. Затоа што сите на ваков или онаков начин, или од даноците на државата, на граѓаните што ги плаќаат према државата, зимат плата, или од јавни давачки други кои што ги испорачуваат, зимат плата. Така да ефикасноста, продуктивноста на ова наше општество мораме да ја дигнеме за еден квантен скок, во кој што дефинитивно тоа ќе донесе поголема благосостојба на сите граѓани. Пред изборите велевте дека нема да има отпуштање во јавната администрација. Пред изборите во декември 2016 година. Така сум зборел и останувам на тоа. Заради политички реваншизам, секој пат сум го кажувал тоа. Заради тоа што има политички неистомисленици, никогаш повеќе. И тоа еве 2 години не се случува. Но рационализацијата на јавната администрација заради ефикасна, ефективна и професионална администрација треба да се случи. Каде што луѓето нема да бидат отпуштени. Уште еднаш што го потврдувам. Ќе им бидат понудени соодветни работни места, каде што веројатно ќе земат и повисока плата, ќе имат поголема можност за напредок во кариерата и слично. Топлата вода не ја измислуваме неа. Тоа што се случило во 4 земји Вишеградска група, Полска, Чешка, Словачка, Маđarска, ќе се случува и кај нас. Затоа што на тој начин можеме да го јакнеме економскиот стандард на граѓаните. Добро, кратко блиц прашање. Само накратко до почитуваната министер за правда. Премиерот пред малку рече дека штетата што е направена во однос на судството не може да се поправи, а дека од сега натаму не може да се врати назад, да, поточно така рековте.
Ме интересира вашето мислење согласно на членот 52 од Уставот на државата. Дали е навистина така, ако е поволно за граѓаните на државата, дали навистина не може да се врати штетата па да се обештетат? Вашето мислење како правник и како министер, со почит, благодарам. Членот 52 дава можност за ретроактивно важење на законите доколку се поповолни за граѓаните, така што јас во тој баш на тој член се ги заснувавме и измените кои што ги правевме на законот за извршување со цел да дадеме поповолна ситуација. Јас затоа се надевам дека ќе се води сметка за тој член и нема да ни паднат во вода измените кои што ги правевме, така што така е, апсолутно да. Премиер Заев, прашање што произлегува од она што претходно го зборувавте помеѓу двата изборни круга, кога ја најавивте метлата. Ние видовме дека ништо од тоа не се случи, освен во партиските редови, што граѓаните помалку ги интересира, наспроти она што треба да се случи во владата. Излезе ли дека тоа беше само замрчкување на очи за да се преброди вториот круг на изборите? Секако дека не. Секогаш кога сме го дале зборот, сме стоеле за тој збор. И ќе стоиме за тој збор. Тоа значи дека ќе има промени на министерски места, заменици министри, директорски места во јавните институции, а верувам дека тоа ќе го следат и општините преку одредени директори на одредени јавни општински институции. Процесот кој што следува е пред нас. Одреден период е одложен, го кажав транспарентно, заради тоа што чекуваме одлуката за датумот за преговорите, за да можеме да знаеме дека ако се случи враќање на мандатот, тогаш реконструкцијата на владата ќе се случи комплетно, значи паѓа цела влада. Нема само промени на дел од владата, така да овие денови, веројатно после состанокот со канцеларката Меркел во четврток, планот ми е да донесеме одлука на Централен одбор во недела за сите наши идни постапки и веднаш ќе еден од процесите ќе се случи. Така да прочистувањето или промените ќе се случат. Ќе видиме дали ќе биде тоа со враќање на мандат и паѓање цела влада или дел од министрите заедно со директорите ќе се случуваат. Моите очекувања се на вака видени постапки, како да ги очекуваме одговорите. Најважните одговори ќе дојдат впрочем на 18 јуни на Министерскиот совет или ГАК, така познатиот на Европската унија, а на 20 и 21 е Европскиот совет. Тогаш ќе знаеме или добиваме датум за преговори, или кога го добиваме датумот за преговори. Тоа ќе не доведе до позиција за враќање на мандат или за продолжување на постапката за реконструкција на владата и промена на одредени директорски места. Мислам дека идната седмица веќе директорските места може да се сменат, заради тоа што тоа може да го прави сегашната влада, да го продолжи наредна влада, промената, реконструирана влада и слично. Идната седмица кои директори ќе ги менувате? Јавните институции кои ќе се под владата. Например? Ќе ги кажеме кога ќе донесеме одлуките. Дали ќе има промени во вашиот советнички тим кој што изминатиот период беше под лупа на јавноста? Секако дека има. Внимателно слушаме што јавноста реагира и по тоа постапуваме. До сега сме покажале, ќе покажеме и сега. Ќе има промени и во делот на кабинетот мој, каде што има советници постојани или надворешни. Министрот за отчетност ќе може ли да знаеме што работеле овие советници во кабинетот на министерот или ова беше лепче политика? Не. Тоа треба јас да го кажам. Така е. Законот ми дал право, извинете, прашањето за моите советници. Добро, го прашав еве министерот, нека одговори он, па вие. Секогаш премиерот има предност, меѓутоа еве, јас ќе ви одговорам. Прво и основно, јавноста точно знае и кои се советници, тоа е сето објавено, може да се анализира нивната работа, нема никаква заколисна игра, колку се платени и така натаму. А за тоа, каква работна задача имаат, колку ја извршиле и како е задоволен премиерот, тоа е исклучиво надлежност на премиерот и мора тој да го каже тоа. Значи имаме луѓе кои што планот, програмата, перцепциите, моите планови како премиер може да ги постигнат, а при тоа да не бидат доктори на науки или не знам што, за да може да постигнат одредени работи. Јас имам право да номинирам советник кој што ќе ги олабавува процесите во општините заради одредена изведба на државни проекти. Имам советници кои што дефинитивно можат добро да излобират кај одредени важни работи кои што се за нашата земја. Тоа законот и уставот ми го дал како право. И секако тоа не значи дека јас сум тука конечен во оваа работа, затоа сме транспарентни. Сега имам 1/3 од советници колку што имал Груевски. 1/3 се. Второ, сите се објавени со име и со презиме. Порано не можете да слушнете кој е тоа. Сега знаете секој до денар
колку зима надомест за тоа што е ангажиран како советник. Знаете кој е пријавен, осигуран со пензиско и здравствено, знаете кој е хонорарно, времено ангажиран како надворешен советник. Сите детали ги знае јавноста. И секако, јас и заради јавноста, и заради тоа што секој пат на година дена ценам кој испорача резултат, кој не, така и ги поставам основите. Што е убаво? Денеска граѓаните управуваат со државата, затоа што испраќаат порака, власта се коригира. Испраќаат порака на потврдна, власта продолжува во исправниот пат за кој што граѓаните потврдиле. И тоа е многу важно. Дали е точно дека имате силен судир со Али Ахмети во однос на министерот Садула Дураку и вашиот обид тој да биде реконструиран? Не е точно. Добро. Благодарам. Друго прашање од публиката, само за што се однесува? Аха. Добро, ајде уште едно прашање од таму и завршуваме со тој дел. Јас имам уште. Благодарам. Спасо Марковска, Нопасарам. Со дел од овде присутните дискутанти веќе сме имали. Може да се сретнеме. Јас во интерес на времето ќе бидам прилично брз. Очекувам и такви и брзи експлицитни одговори. Господине Спасовски, информацијата на Министерството за внатрешни работи од пред 10 дена дека е поднесена кривична пријава против 4 членови на регулаторна комисија, од кој еден се уште е актуелен, е позитивно примен од страна на членовите и други граѓани кои учествуваат на веќе 250 мирни протести пред Тримеполната порта. И го поздравуваат и ве охрабруваат да продолжите со вашата работа и понатаму. Значи, дали во однос на криминалот кој е направен кон нас, со што ни се одземени човечките права и материјална штета и нематеријална штета, дали нешто конкретно презема Министерството против криминалните нотари, адвокати, извршители и судии? Дали е предмет на постапување од страна на Министерството? За господјата Десковска. Не, ви благодарам. Доволно е, повелете. Јас ми се едно прашање за сите. Благодарам, нема да имам простор за толку. Благодарам. Значи, ние разговаравме во повеќе наврати во однос на ова тема. Важно е дека веќе се стартуваше со кривични пријави и водење на истраги во однос на тоа што ги загрижуваше граѓаните. Министерката ве информираше за правда дека веќе против еден извршител се покренува таква постапка. Сакам да знаете и да бидете убедени дека сето она што ќе биде приправено како материјал, ќе биде инициирано од граѓаните, ќе се води постапка, ќе се приберат сите докази и мора да има одговорност за секој. Значи, во тој дел апсолутно нема да има никаква селекција, без разлика за тоа дали се работи за некаква голема фирма или се работи за некоја помала, дали се работи за некој функционер или така натаму и така натаму. Затоа ве охрабрувам и јас вас како граѓани, меѓутоа и сите граѓани во Македонија. Мора тој партнерски однос помеѓу институциите и граѓаните да зајакне. Јас знам дека граѓаните има недоверба во системот, недоверба во институциите, ретко се јавува, пријавува и така натаму. Тој тренд сега се зголемува на моје лично задоволство, на задоволство на колегите кои што работат во МВР и затоа апелирам да ги покренуваме сите тие постапки. Секој еден кој што направил криминал, имаме индици дека направил криминал, секој еден кој што бара подкуп, секој еден кој што постапува спротивно на закон, ве молам, дајте заедно да одработиме и да ги изведеме пред лицето на правдата. Само така ќе ја вратиме довербата. Министре, прашање од Facebook, како ќе се третираат бомбите на ЛЧК? Ние водиме постапка во однос на објавувањето на овие разговори кои што ги имаме, за тоа веќе се покренати неколку постапки. Јас очекувам дека и специјалното јавно обвинителство ќе треба да реагира во делот на нелегално прибавените разговори. Дали во нив има ново прислушувани разговори? Не. Сите се од периодот пред 2016 период, година? барем тоа што го слушаме до сега. Информациите од Оделот за компјутерски криминал се дека одредени разговори дури се снимани на телефонски апарати, меѓусебни разговори. Добро. Премиере, рековте, морам да се навратам дека немате проблем со ДУИ околу разрешувањето на Садула Дураку. Значи ова дека тој ќе биде разрешен? Штом ќе ја донесам одлуката, веднаш ќе ја соопштам. Не ги коментирам пред да бидат конечни одлуките во нивното соопштување. Еве, во Социјалдемократскиот сојуз, кога ги донесав одлуките од делокругот на мојата надлежност, веднаш ги соопштив. Председателите на општински организации, јас ги именувам, јас ги разрешувам, го соопштив тоа. Предложив пред Централниот одбор
одредено разрешување заради именување други, веднаш го соопштив. Штом ќе бидат донесени одлуките, ќе ги соопштам. Јас сум чесен човек, сум благодарен на секој што е служил на државата вака или онака. Причините дури и кога се разрешува некој или се променува некој, ги кажувам тогаш кога сето тоа ќе биде донесено како одлука. При крајот на емисијата сакам да ве прашам, споменавте неколку опции за тоа што може да се случува после овој јуни, односно евентуално јули. Која од нив ви се гледа најблиска доколку нема датум за преговори? Реално, јас очекувам да има датум за преговори, заради тоа што сите тоа го очекуваат. Зошто ти го заслужува. Вие се надевате, но не очекувате, колку што разбрав до сега. Очекувам датум за преговори. Сакам, се надевам, значи очекувам датум за преговори, а се надевам да биде месец дена порано. Што ќе биде во октомври, зошто да не биде во јули? Или во јуни, еве сега на Европскиот совет. Затоа реков, тоа што денеска може да го добиеме, да го добиеме. 2 месеци, 3, 5 емисии вакви ќе не направат поздраво општество. Заради одговорноста, транспарентноста, отчетноста допираат до гледачите работите. Најизвестната варијанта ми е да добиеме колку што е можно по-рано датум за преговори, за да може да и продолжиме сите процеси. Со самото добивање на преговори, мотивацијата ја враќаме и тераме понатаму. Не само како влада, туку како граѓани. Најголемата водилка, power of attraction, моќта на привлекувањето на Европската унија, таа што ги движи сите земји кандидати. И нас не движи и ќе не движи во иднина. Јас очекувам да имаме конкретни информации, согласно кои информации ние ќе се поставиме и како влада, и како политичари, затоа што прва примарна цел е интересот на државата. Никој не е важен. Никој. Почнувам од мене. Никој. За државата да ги постигне своите цели. Кога ги постигнавме домашните реформи, исполнивме се, и те како имаме право и аргументи да се бориме до крај ова наша земја, да ја добие заслужената одлука за добивање на датум за преговорите. Добро, а ако не ја добие? Ако не ја добие? Да, која опција ви се гледа поверојатно од тие што ни ги набројавте? Сите опции се отворени реално, ако не ја добие. Но реално јас очекувам дека ќе добиеме датум за преговори. Значи, очекувам да го добиеме датумот за преговори, од цел свет тоа ни го кажува. 28-те земји членки на Европската унија тоа ни го кажуваат. Европската унија тоа ни го кажува. Јункер објави 20 најголеми успеси во 5 годишен мандат на оваа Европска комисија. Ние сме во 20 најголеми успеси. Во 20 Европската унија, цела Европска унија, во 5 години сработила и како многу успеси. Кај нас да и наброите само железничките станици, железничките пруги, патиштата што се градат, да не зборувам, граѓанските организации се. Во 20 сме ние. И како имаме право. И како сме горди на нашиот успех. И како никој не може да ни замери ништо. Јас знам дека ќе добиеме датум. Моја цел како премиер и на мојата влада е да искористиме сите алатки, сите политички механизми, сите марифети кои што ни стојат на располагање. Земјата наша, месец дена порано, да добие датум за преговори. Доколку се случи да има реконструкција на влада, а вие сте и понатаму мандатар, овие тројца министри тука безбедни сте во таа реконструкција? Ке го повторам тоа што го кажувам. Зборуваме дали Заев ќе даде оставка или не и ќе го повлече мандатот. Министрите се подразбира дека никој не е гарантиран. И впрочем, ние сме растеретени. Постоиме за да успее државата наша. Ние сме менливи и фала Богу што сме менливи. Едно време постоја политичари, 11 години, кои што не смееше да прозбори за нив, не да помисли за промена. Фала Богу што политичарите се менливи. И тоа е здраво, и тоа е добро. Секако ние очекуваме целите на државата да ги исполниме. Сега сме на вистина блескав пример за целиот регион, за Европа во светот и верувам дека мотивацијата ќе остане да продолжиме да бидеме блескав пример за регионот, за Европа и за светот. Премиера Заев, министар Кедесковска, министре Спасовски и Поповски, ви благодарам што бевте вечерва гости на 24 отворено. Се разбери и благодарам и на публиката што беше активна и на оние што коментира постојано на социјалните мрежи и што поставува прашања. Почитувани гледачи, останете и понатаму со нашата програма.